Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу, емисија во која јас прво ги читам и гледам сите глупости кои вие не мора да ги следите, па ви ги соопштувам тука на брзински и домакински за да сте во тек со најновите случувања во Македонија, Европа и светот, бидејќи нели од сите нас зависи како ќе ни изгледа иднината, а од мене особено според СДСМ. Па да ви го представам еден од клучните луѓе за нашето невлегување во ЕУ. Јас. Не ќе се зафркаваме. Од име на мала анализа на соопштението Бетмен против ЕУ, напишано главом и брадом од Центарот за комуникации на СДС. Или поверојатно преведено, но недопреведено од ними, а напишано од тој нивниот шизик од Србија кој ги водеше барем до пред некој ден, според она што го читам на нивните соопштенија, како некој сидро ги водеше кој влече напред, што би рекол великиот муртински филозоф и шеик Зоран Алзеви. Дали сте спремни за мала брзинска анализа? Одиме со поважните делови. Па велат, не постои ниту еден пост од агентите на ВМРО без погрдни зборови, па така во својот нов пост Богдан Илиевски, познат како Бетмен Велит, го нарекува председателот на СДСМ туп, глуп и неупотребливи идиот и така натака. Патем не го нареков така, ви давав само еден пример со споредба, но ќе беше добро да демантирате дека е тоа така, бидејќи држите нели до таа форма на комуникација. Не се. Што велат понатаму? Велат ова не е ништо ново од арсеналот на ВМРО, наместо аргументи само лични напади и омаловажување, црна кампања и јавен линч. Што можеме да кажеме за човек? Внимавајте, кој години наназад се криеше зад псевдонимот Бетмен Велит, представувајќи се како суперхерој во сенка, мајко мила. Која е таа врста на комплекс? Можеби архитектонски комплекс на инфериорност. Вау, наместо да се соочи со јавноста под своје име, тој изгради тврдина од анонимност, криејќи се зад маска како да е стрип лик. Овдека се издава малку тој српски гуру за пиар на СДС, бидејќи не може да каже дека јас сум под сенка и во анонимност, туку со име и презиме и прекар, точно пред цела Македонија едно 15-тина и повеќе години. Под сенка е мајсторе кога од јахта одиш под сенка во ресторанче за да одмориш малку од напорното одмарање претходно на јахтата на сонце. Ама да напишеш дека јас не сум се соочувал со јавноста под своје име е генијално и дека имам тврдина од анонимност, криејќи се зад маска. Сето тоа го правам веројатно во емисијата наречена Вечерното шоу со Богдан Илиевски. Вечерното шоу на Богдан Илиевски. Нели како се добро јас кријам. Генијално. Ајде да одиме понатаму. Во главниот дел велат, во главниот дел од својот пост, тие тука ми реплицираат на Facebook пост, верувале или не. Илиевски користи граматика од Блаже Коневски да ги оправда нападите на својот колега Драган врз Венко Филипче. Ова е класичен ВМРО трик, велат. Фокусирање на граматика и семантика за да се избегнат вистинските прашања, а и мемени. И тука поентираат, велат, ама повторно, без никаков одговор на клучното, зошто се фабрикува аферата преку Жан Митрев, зошто Алфа ТВ е организатор на овој нималку наивен фейк ньюс. Прво, граматиката не е на Конески, туку на Круме Кепески, ама како би очекувал пишувачот на соопштение од Србија да го знае тоа, како што не знае ни кој е во сенка, кој не е во сенка во Македонија. Само е тажно малку. Не и се второ, фокусирање на граматика и семантика имаше од СДС во соопштението преку кое се обидоа Facebook статус на Драган Милосавлевич, мојот драг колега, да го преточат во политички наратив, па извадија соопштение Алфа ТВ против Трамп. Го гледавте тоа минатата недела. Трето, Алфа ТВ не е организатор на нималку наивниот настан околу клиниката Жан Митрев, туку медиум кој не ви чини бидејќи ете доаѓа човекот и кажа што му се случувало, па вас можеби малку и ви гори под газот галиба. Ама не се, ќе дојдеме и до тоа. Ајде понатаму. Време е да дознаете кој ве кочи, мои мили македонци, да не влезете во ЕУ, а имено јас, се разбира. Илиевски, вау, еден од главните носители. Овој чет GPT од парачини чуприја многу ми се свиѓа. Илиевски е еден од главните носители на анти-ЕУ кампањата во Македонија. На јавноста многу добро познати како обвинет за настаните од крвавиот 27 април.
На јавноста бе добро и е познато дека Илиевски може само некој србин да напише, и тоа не е еднаш во ова значајно писание на некогаш големата опозицијска партија СДС без М, па пак со М и така натака. Не знам во која фаза се денес. А на јавноста е многу добро познато исто така како тогашната власт на СДС без М кумуваше на обвинението за непостоечкиот тероризам. Но и за тоа ќе дочекаме правда наскоро, здравие Боже. Не се, понатаму велат. Сега тој, односно јас, и ВМРО водат систематска анти-ЕУ кампања, фокусирајќи се на вештачки проблеми со Бугарија околу јазикот и историјата. Вештачки проблеми со Бугарија. Алфа ТВ велат е дел од истата машинерија која подкопува европската иднина на Македонија. Еве да го прашаме и Богдан, кој е вистинскиот собственик на Алфа ТВ и тебе како независен агент на ВМРО? Режија, дај тебе мотика да подкопувам ЕУ иднина, вака дури го тераме овај дел, кој што е патем клучен дел. Прво, околу прашањето кој е вистинскиот, што велат, собственик на Алфа ТВ и тебе, обраќајќи ми се мене, како независен агент на ВМРО. Чујте се легенди комуњарски, тоа што вие можеби сте навикнати да имате стопан со камшик да ве поседува, тоа е ваш избор и ваша одлука и за тоа си носите последици, особено ако стопанот не ви е народот поради кој би требало и да постоите како партија, туку Бојко Љубави или Радев или не знам кој. Захариева со камшик, политички, нели, како што сме гледале низ годините, зашто да не? Тој поданички менталитет на Свитка на Кишма со кој се протнавте на крилјата на великите сили додека се уште прикриено минуваа власт во други држави, тој менталитет јас не го споделувам. А ни огромен дел од народот, како што и се уверувате, последно пред 2,5 месеци кога бевте рашрафени на изборите. Или, симплифицирано преку хипотетички пример, ако Кале е собственик на Зоке, а Зоке е собственик на Венко, не значи бре дека секој човек има свој собственик. Чисто како пример ви го давам ова. Јас сум собственик на своите идеи, а во тие идеи се и интересите за достоинство, интегритет и суверенитет на Македонија и припадниците на македонската нација. Од македонскиот народ па натака сите наши комши и пријатели и познаници во устав, вон устав, кои живеат тука од памтивека. Но делот на кој посебно ќе дадам осврт е следниот. Сега тој велат, мислејќи на мене, и ВМРО водат систематска анти-ЕУ кампања фокусирајќи се на вештачки проблеми со Бугарија околу јазикот и историјата. И додаваат, Алфа ТВ е дел од истата машинерија која подкупува европската иднина на Македонија. Ова е најопасниот дел од ова трагикомично соопштение, кој изобилува со навистина многу трагикомика и многу грешки. Зошто е ова најопасниот дел? Бидејќи на ден 19 јануари, кога го пишале оваа година, господата од СДС се потпишале за зборовите вештачки проблеми со Бугарија околу јазикот и историјата. За ова ќе посветам некоја минута на крај, но пред тоа, ајде да видите како славно завршува овој текст на СДСМ, насловен Бетмен против ЕУ. Патем многу сериозна делува за партија која се обреќа кон Бетмен во своји официјални комуникации. Пазете го ова што пишуваат царевите. И Поконески, Илиевски останува инструмент за анти-ЕУ, анти-САД и анти-Трамп кампањи, како што Алфа е креатор на фейк аферата со Жан Митрев. Ова го пишуваат 3 реда после тврдењата дека Виктор Орбан бил тајниот газда на Алфа. Ајде да го анализираме ова како опција. Орбан, најдобриот пријател на Трамп, кој лани председаваше со Европската Унија, го нарекувате анти-ЕУ, анти-Трамп и анти-американец. Вие сте цареви луѓе. А врвен и овој дел и Поконески, Илиевски останува инструмент за анти-ЕУ, анти-САД и анти-Трамп кампањи. Што веројатно значи дека и Блаже Конески бил анти-Трамп како мене, вау. Или се работи за функционално неписмени луѓе, како што именно и стоеше во тврдењето на мојот статус, поради кој и се роди ова соопштение на СДС. И во ова соопштение, на самиот крај триумфално стои овој дел. Уште еден супер ВМРО херој. Ова е таа школа на пропаганда за ВМРО супер херои. Граѓаните на Македонија видоа дека овој Бетмен, агент на ВМРО, е од истата онаа школа на пропаганда, навредување, некултура, невоспитаност и фейк ньюс на која припаѓаат Бранко Геровски герој и Ивона Талевска, позната по врската со Латас. Какви сте вие, да не кажам, што Геро го нарекувате фрфљово соопштение, Ивона ја подпишувате како позната по врската со Латас и други обвинувате за некултура и невоспитание. Но и додаваат дека СДС остануваат посветени на евроатланската иднина без навреди и дезинформации. Македонија заслужува подобро од вакви херои. Кода сме на избори, јас против вие, па ја убедувате Македонија дека заслужувала подобро од вакви херои како мене, во наводници, разбира се. Какви епски бараби, барабулиња, пардон, еве нагалено, да не ви повредам чувства, па повторно Венко на прес да прашува
се прашал ли некој како ние нас? Додека неговата партија тропа вакви глупости во соопштенија, насловени како Бетмен против ЕУ, додека сме таму, а пред да одиме кај тврдењето дека јас и Алфа измислуваме вештачки проблеми со Бугарија. Еве што друго пишуваат деновиве од СДС. Ова што го гледате не е истото соопштение два пати, туку 2 дена поред силниот СДС прашуваше каде е доктор Жан? Каде е доктор Жан, мислејќи на Жан Митрев, кој во оваа емисија соопшти дека имал непристојни притисоци за продажба на клиниката од политички големци од бившата власт. И го пишале истото соопштение и на 27 јануари и на 28 јануари. Каде е доктор Жан, каде е доктор Жан? Инаку Филипче, ден-два по тврдењата на доктор Митрев, најави дека ќе покрене ли судска постапка. Таа треба да започне со барање за извинување кон Жан Митрев, кон мене, кон кого сака. Такво барање од Филипче не е дојдено. Тој денеска спомна дека после истрагата на обвинителството да видел епилогот, па тогаш тој ќе почнал правна процедура, бидејќи тоа е многу важно. Јас мислам дека уште веднаш требаше, ако е апсолутно невин, да ја започне таа процедура. Па затоа вистинското прашање каде е доктор Венко, ако бил наклеветен и било лажно тврдењето дека е некако поврзан со обиди за преземање на клиниката Жан Митрев, каде е бре доктор Венко веднаш да почне судска постапка? Ама бидејќи нападот е најдобра одбрана, СДС решија да прашуваат каде е доктор Жан. И во соопштенија да пишуваат, цитирам: кога Жан ќе оди и ќе даде изјава во обвинителство? Прашуваме веќе неколку недели, никако да добиеме одговор. Неколку часа после вчерашното второ соопштение каде е доктор Жан, се случи ова. Скопското јавно обвинителство соопшти дека формирало предмет подопрен глас за обвинувањата искажани од доктор Жан Митрев. Молим лепо, од оваа емисија гласот конечно допрел и до обвинителството, кое СДС го спомнуваше во своите соопштенија, барајки го доктор Митрев. После ова денеска на сајтот на СДС немаше соопштение каде е доктор Жан. Ако немаат друга тема, може да предложам да си напишат писмо до самите себе со наслов кој ќе соодветствува на пишувачкиот дискурс кој го тераат, а би гласел вака: тралала, тралала, сама си го барала, во очекување на епилогот, нови реално сериозни тврдења и истрагата на обвинителството. Ајде да се вратиме на оној претходно најавен клучен дел, дека јас и Алфа и ВМРО и не знам кој измислуваме вештачки проблем со Бугарија за јазикот и историјата. За таа цел мора да направиме брз рекапитулар на она што се случуваше минативе неколку години, чисто да им дадам материјал и за утрешното соопштение наречено Бетмен против Бугарија. Во 2017 година, веднаш по доаѓањето на Заев на власт, една од првите работи кои СДС зема да ги прави беше да потпише договор со Бугарија за добрососедство, при пријателство и соработка. Така ли беше? Може грешам. Ајде да го прашаме советникот тогашен на Заев, Маријан Забрчанец. Мацко, како се викаше ве тој договорот? Затоа во договорот со Бугарија за добрососедство, пријателство и соработка од 2017 стои: затоа во договорот со Бугарија за добрососедство, пријателство и соработка од 2017. Добрососедство, пријателство и соработка од со Бугарија за добрососедство, пријателство и соработка од пријателство. Што вели Маријан? Пријателство или предавство? Пријателство, фројдовска грешка или лапсус? Признание на подсвеста, а може би и лошо слушаме. Кој да знае? Но добро знаеме што се случи по тоа. Па ајде да видиме дали јас измислувам вештачки проблеми со Бугарија, како што вели СДС во нивниот текст Бетмен против ЕУ. Еве каква беше атмосферата кога Заев најави дека ќе подпишува договор со Бугарија, но не ја кажуваше, не ја соопштуваше содржината на истиот. Подосна стана јасно и зошто. Поради членот во кој стои дека имаме заедничка историја со Бугарија. Значи, заедничка, не споделена, не вкрстена и спреплетена, туку заедничка. Кажи им без оке. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Така да се знае, со оваа формулација беа срекни и најжестоките бугарски коректори на нашата историја, меѓу нивните политичари, како Андреј Ковачев. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Да, ние за това се противопоставихме в договора да е записано споделена история. Тя не е споделена, тя е обща история. В договора е записано, че имаме обща история, не споделена на нещо, което паралелно е вървяло едно до друго, обаче са били различни. Нямало е разлика в миналото. Това е обща българска история. Аз сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Същи хора, братски народ. И стварно да не може да ги разликуваш двајцава. А пред да дојдеме до оваа позиција, работите стоја вака. Од бугарска страна беше најавувана содржината на договорот по медиуми. И тоа еден од тие најавувачи беше лично Божидар Димитров, поранешен функционер на ГЕРБ,
Историчар и автор на книгата 10 лаги на македонизмот и уште многу други книги против македонскиот идентитет и историја. Мислех, че няма да го доживее този ден, когато един македонски политически деец на Скопие публично заяви, това беше преди месец, и това беше господин Зоран Заев, който го каза, че български и македонския народ са едно и също нещо. Аз сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. И сега ще подпише договора. В договора има една клауза, която изглежда на пръв поглед безобидна. Но тя, ако се изпълнява, договора първо да се подпише и след това да се изпълнява, както казват някои мои приятели, защото има разлика между подписан договор и изпълнението му. Но ако се изпълнява, това означава край на македонизма и наистина превръщането на Македония в една втора българска държава. Не така. Взривно, но постепенно. Обаче, че учениците по история ще бъдат спазени, ще бъдат написани така както трябва и че това, което вие като ваша мечта сте заложили да се сбъдне, ще се сбъдне всъщност. Да, ще се сбъдне. Ако бъдат написани както трябва, те ще учат българска история. Ще учат до 1944 година, както са споделили 1300 години, че и повече. Нали, всички тегоби на българския народ, победи, поражения и как 1944 година са били принудени от една тоталитарна държава, като комунистическа Югославия, да станат друг народ, различен от българските, от българския. И че това е продължение колко си години, а след време ще учат. Но по време на управлението на премиер Борисов и премиер Зоран Заев беше постигнато на споразумение, което тури началото на процес, който Слушајќи ги овие најави од Софија, а знаејќи ја сервилноста на муртинскиот свиткано кичмен шеик, јавноста, ние граѓаните, а и политиката бараше одговори од тогашната власт. Кажете што ќе подпишувате со соседите. Владата и Министерството за надворешни работи да ја објават содржината на договорот за добрососедство со Бугарија и за него да се расправа во собранието, бараат од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Сметаме дека ако можела владата на Бугарија овој битен договор да го сподели и да го разговара со пратениците во Бугарското собрание, би требало и владата на Република Македонија да го разговара овој битен договор со пратениците во Македонското собрание. Самото тоа што владата во овој момент и Министерството за надворешни работи го кријат договорот и не даваат никакви податоци, а податоците за ваквиот договор штуро ги добиваме од време на време од некои медиуми или пратеници во Софија, нас ни отвара сомнеш дека можно е во договорот да има одредени клаузули што можеби не се усогласени со националните интереси на Република Македонија или со уставот на нашата држава. Ако договорот е добар и ако договорот решава проблеми, како што велат тие, нема зошто да го кријат. Нити господинот Заев, нити господинот Димитров. Криењето упорно на овој договор само по себе е јасна порака дека има нешто драстично, проблематично во овој договор. На овие барања Шеки Зоки тврдеше дека иако не ја открива содржината, договорот е пиц-пец. Договорот се носи од парламентот. Парламентот на крајот гласа. Ако е нешто на штета на Македонија, нашиот парламент има одговорност директно пред граѓаните и да не се плашиме. Тој парламент нема да гласа. А ако е нешто добро за Република Македонија, парламентот ќе гласа. Јас сакам да знаете дека како упатен политичар, кој што бара подршка и понатам од граѓаните, нема да дозволам влакно да и фали на Македонија во незините перспективи. Договорот е севкупен бенефит за сите наши граѓани, затварање на едно поглавје каде што беше проблематично. Јако го затворивте поглавието и го гледаме сите, севкупниот бенефит и ден денес, браво. Ама пазете го трикот. Договорот се носел од парламентот, велеше Зоке, и не тешеше. Ако не е добар договорот, парламентот, кој тој го контролираше патем, немало да го гласа. Вистината беше дека договорот се ратификува од парламентот откако ќе го потпишат Заев и Борисов. Истиот не може да се менува во парламент со некакви амандмани. Итна и отворена собраниска седница на која ќе се разгледува договорот за добро соседство со Бугарија, бара ВМРО-ДПМН. Неопходно е јавноста да се запознае со договорот пред да биде потпишан, велат. Се бара премиерот Зоран Заев да го декласифицира нацрт договорот и јасно да каже дали текстот е отворен за промени или не.
Сакаме овој текст да се разговара пред собранието и пред јавноста пред да биде подпишан, затоа што откако ќе биде подпишан станува билатерален договор, а билатералните договори кои што доаѓаат на ратификација во собранието на Република Македонија ниту според устав, ниту според деловник немаат основа да се поднесуваат амандмани на истите. Тие се договори на свршен чин. И пред да дојде државата, и собранието, и народот, и граѓаните, пред моментот на свршен чин и подпишан договор, сакаме отворено да разговараме што е добро за Македонија во тој договор, што се слабостите, што е штетно, што е наметнато и што долгорочно може да ни создава проблеми. Паралелно со ова, истиот Божо Димитров ликуваше во исто време што Заев ги подбрал и во ману, според него, да не претаат многу против договорот во 2017 година. Ова е пред Коцарев да дојде таму. Успад навредувајќи ги академиците, дека за пари би станале и бугари. Прво, спират кражбите на българска историја и се отказват од досега откраднатото. И второ, поправят учебниците по историја без тези кражби. Ако това го направят, македонските деца каква история ще учат? Цялата им история от кражби е такива, които ще ги показваш. Добре, това нещо ще се случи, ако подпишем този договор. Не ако го подпишем, ако го подпишем и след това те го изпълняват. Ще кажа един хубав симптом. Онзи ден бях включен в една македонска телевизия, да кажа 5-6 думи, ново, при едно публицистично предаване. И от разговора преди мен аз да се включа, разбрах, че Македонската академия на науките е отказала да се обяви против подписването на тези точки от договор. Слушай, това са хора, които искат да живеят, да получават заплати. Знае, че Зоран Заев ще ги разгони всичките, ако на практика тръгнат срещу него. Затова казват да. Това са хора... Ке ми дадеш пари, ке се пишем бугарин. Това е много стар прием. Стар македонски прием. Добре. И додека во Бугарија го славеа, тој дома се фалеше дека чашата ја гледа полуполна и договорот имал совршен текст. Но со него ќе биле и затворени сите недоразбирања кои ги имало во минатото. Вели дека договорот не е штетен за националните интереси на земјава, а со него биле еднакво задоволни и двете земји. Овој договор е во согласност со националните интереси на Република Македонија. Овој голем чекор, како што впрочем и наведовме во договорот, одговара на интересите на народите на Македонија и Бугарија. Минатото и историјата ги поставуваме како темел на едината. Ова е договор кој што ги прави срекни и двете страни, мислам на бугарската и на македонската. Ние заклучивме дека конечно треба да гледаме на чашата како полуполна. Доста ја гледавме полупразна. Текстот на договорот е во едно свое видно совршенство. Ама кој секогаш против совршенството за Македонија бе овие ВМРО чишчава и јаснели дека ептен сме против ЕУ. Шо? Тогаш како генерален секретар на ВМРО, став јавен имаше и денешниот премиер Христијан Мицкоски. ВМРО ДПМН има политички став дека неодговорната влада на Социјалдемократскиот сојуз подпиша штетен договор со Република Бугарија. Овој договор не ги задоволува националните интереси на Република Македонија. Народот не го поддржува овој договор, а стручната јавност има сериозни забелешки на неговиот текст. Договорот вака конципиран и подпишан има сериозни недостатоци. И веројатно последиците од неспособноста на владата на Зоран Заев, Република Македонија ќе ги трпи во подолг временски период. Договорот предвидува опасна можност за промена на македонските учебници и останатите идентитетски обележја. Она што е особено проблематично овој договор е што Република Бугарија ќе има можност да го преиспита однесувањето на Република Македонија на целокупниот наш пат кон Европската Унија, бидејќи Заев прифати тие да имаат можност да не дозволат отварање на ама баш секое поглавје од преговорите за членство, доколку не се исполнат нивните цели и позиции. ВМРО ДПМН нема да даде поддршка на овој договор. Бараме од Социјалдемократскиот сојуз да се повлече. Не е доцна. Но додека ВМРО се бунеше, власта се радуваше и фалеше. Опозицијата гледа во сето ова дека има скриени намери, стравува за државните интереси. Од тој аспект ве прашувам, има ли спорни точки?
Значи, опозицијата има големи причини да биде љубоморна на овој настан, бидејќи што јас не гледам на вистина никаква загрозеност на нашиот идентитет, на нашите интереси. Ние веќе живееме во еден нов свет. Што овој договор значи за Македонија? Република Македонија и Република Бугарија прават еден силен исчекор, кој што исчекор за нас како држава гарантира стабилна иднина во смисол на евроинтеграциите, во смисол на членството во НАТО алијансата, стабилна иднина за граѓаните. Завидлък, што би рекол Заев, а потврди и Нано Ружин, љубомора него што, а и Шилегов се истакна како голем визионер тогаш. Попусти беа предупредувањата од ВМРО. Договорот ќе дава јасна и легална основа соседна Бугарија да го стопира чекорењето на Република Македонија кон ЕУ на секој наш следен чекор, на отворање или затворање на поглавија од евентуалните преговори за членство во Европската Унија. Тоа Република Бугарија ќе може да го направи во секој момент, кога нема да и се допаѓа некој наш историски учебник, кога нема да и се допаѓа некој наш документарен или историски филм, некој наш споменик или некое наше македонско одбележување на жртвите и борците за самобитноста на македонскиот народ и Република Македонија. За жал, поодделни кругови во соседството веќе нескриено и триумфално го најавуваат тоа. И покрај сите предупредувања и аларми од голем дел од јавноста, не само политиката, професори, интелектуалци, познавачи на состојбите, покрај сите изјави кои доаѓаа од Софија, се погласни и погласни изјави дека Македонија е најромантичниот дел од бугарската историја, дека македонците се бугари измислени од Тито. Нашиве гениалци тука се бореа за државните интереси со љубов. Премиерот Заев во интервју за Слободен печат испраќа пораки со љубов кон соседите. Ке дадеме шанса на љубовта. Оти Борисов вели, ние не сме за војна, ние сме за љубов. Ке се изнајдат решенија. Како се? Многу добре. Поздрав од Зоки. Многу добре. И додека нашиве се љубеа, а всушност беа облюбени, облюбувани, добрите соседи испратија и еден гаден ферман до сите членки на Европската Унија, пред да ни го опашаат првото од неколкуте вета. Документот кој досега само делумно се цитираше и со кој Бугарија го блокираше почетокот на преговори со Европската Унија за Македонија, изобилува со негирање на самобитноста на македонската нација и јазик. Бугарија во меморандумот тврди дека македонците се комунистичка идеолошка креација. Во соседните земји терминот македонски се користи за означување на географско потекло наместо на национален идентитет. По Втората светска војна југословенскиот комунистички водач Јосип Броз Тито прибегна кон наметнување на друг нов идентитет, овој пат македонски. Македонски јазик или етничка припадност не постоеле се до 2 август 1944 година. И покрај ваквите брутални бришења под со нашиот идентитет, достоинство, овозможени од оние угурсузи кои им подпишаа документ дека имаме заедничка историја, односно им дадоа правен аргумент да ни лупаат вето по вето ако историските комисии, односно ако бугарската историска комисија не е задоволна од нашето однесување. Шизициве и после неколку години во кои дури и слепите прогледаа, им изгласаа преговарачка рамка во која се поставени и овие добрососедски мини за историјата и идентитетот. Ништо не научи од договорот, ништо. Им изгласаа рамка со полна со мини препакувани во така наречена заштита на човековите права. Најдобро ќе ви го објасни овој еден господин. Како се викаш овој бе? Представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот претседател Румен Радев. Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската Унија. Трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за Копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев?
Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Да бе, Румен Радев. Идниот премиер на Бугарија, 99,9 и 102% поднесе оставка како председател за да прави партија и да излезе на избори и многу веројатно ќе биде премиер. Го знаете него вие и по неговите широки братски љубезни ставови, полни со љубов за Македонија и нашиот идентитет, нели? Властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституција. И сега овој човек, кој неверојатно речи си сигурно идниот премиер на Бугарија, што тој ќе има во своите раце како премиер? Договор за добрососедство, тоест бугарска историја, подпишан од Заев, и преговарачка рамка по бугарски мерак, подпишана од Димитар Ковачевски, такозвани Таче. Односно, има моќ овозможена од СДСМ, правно овозможена, да пред Европа не резили и понижува до кога сака. Народот се побуни на ова. Па власта се смени, ама навиките останаа, па и новиот председател на СДСМ е на иста линија со неговите предходници. Морало да ги услишиме барањата на Бугарија. Земам лично одговорност, да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лично одговорност. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. И на крај, оваа екипа со сето она што го направила зад себе и кој знае, можеби колку фирми по Бугарија има со какви, кој знае, бизнис делки зад себе, пишува соопштение Бетмен против ЕУ, дека Богдан и Алфа се фокусирале на вештачки проблеми за историјата и идентитетот. А идниот премиер на Бугарија, најверојатно, нели, Румен Радев, има во своји раце документи подпишани од вас и ставови кои не ми делуваат дека јас ги имам измислено. Опитът на политиците в Република Северна Македония да градят идентичност на базата на фалшификациите на комунистическият интернационал, а не на историческата истина, са срещу интересите на гражданите на Република Северна Македония, които наистина желаят членство в Европейския съюз. 120 години ни делят от съдбовното лято на 1903, когато българите от Македония и Одринска Тракия въздигнаха борбата си за независимост и равноправие в безпримерен героизъм, превръщайки тази борба в незабравима историческа епопея. Не случайно на всички европейски лидери, на ръководителите на европейските институции, аз обръщах внимание непрекъснато. Следете какво става с преброяването в Република Северна Македония. Защото към нас постъпват множество сигнали за нарушение. И това е поредното доказателство за безправието на македонските българи в Република Северна Македония, които не смеят да се заявят открито, че са българи, при положение, че тук над 120 хиляди са доказали с документ за произход, че те са българи. Това означава, че България трябва да продължава с политиката на вето за започване на преговори за членство, докато не получим ясни гаранции за това, което ви говорих преди малко. Защита на нашия интерес. Гарантирането на конституционното равноправие на българите в Република Северна Македония и опазването на културното ни и историческо наследство по тези земи ще сбъдне заветите на Илин Денце от 1903 година. А за јазикот, да не почнуваме за јазикот, како добро го заштитивте од нападите од соседите? Ние имаме интерес и те да признаят историята, а в същото време ние трябва да признаем реалността в момента. Да. Така че това е взаимен интерес, според мен. Бих добавил аз. Езика, то е свързано.
Така или иначе, толкова документи има, 45-та година написан на основата на западно-български диалект. Да, северно-македонски променили са някои други, и граматиката малко, и други думи са вкарали от един друг съседен език, но няма значение. Сръбски. За официалния език на Република Северна Македония изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. Ама и ова јас го измислив, овие изјави на министри за надворешни на Бугарија. Нели гениалци? Бетмен против ЕУ. Јас ги измислив овие ставови. А се што требаше да направите е малку да слушате. Што зборувавме уште во таа проклета 2017 година. Еве ви го Бетмен против ЕУ одпред речиси 9 години. Еве, јас ке ве прашам каква беше пораката со денешната седница во Струмица меѓу македонската и бугарската влада? Очекувате подобрување на целокупниот амбиент во градење на добро соседство? Не, бидејќи пораката не кореспондира со содржината на договорот. Ако навистина господинот Борисов рекол дека време е да ја оставаме историјата поназад, очекувам и во договорот за добрососедство да се извадат оние заеднички комисии кои што се на некој начин, која веќе ќе влезат во еден договор, понатаму и ќе станат услов, односно нивното работење, она што ќе произлезе од нивното работење, потенцијално може да биде наш предуслов за патот према, како што би рекле, Европејскиот сојуз. И во договорот има една кочница и таа е историска кочница. И за мене никогаш нема да може да биде успешен. Не кочи чувството дека Бугарија бара нешто од нас кога е во прашање историјата. И тука е абсурдно прашањето каква врска има историјата, прашањата што ќе ги отвараме во тие комисии, кои што ќе произведуваат проблеми неминовно, каква врска има тоа со тоа дали ние ќе бидеме добри соседи денеска? Евентуално ние го чекаме. Со тие прашања треба да се занимаваат академици. Меѓутоа со тие прашања треба да се занимаваат надвор некаков договор. Да, ама сега тие влегува во договор кој што ќе произведе услови за нас како држава и ќе произведе фрустрации бидејќи од позиција на сила Бугарија, точно знаеме сите зошто ова сега точно се случува во еден поширок контекст треба го гледаме и со решавањето на името. Меѓутоа ВМРО преговараше 10 години, Заев за 10 минути го реши проблемот на начин на кој што тој смета дека го решил проблемот. Јас ви гарантирам дека не е решен и ќе произведува и понатаму реални проблеми меѓу луѓето. Ти ВМРО допомне дека беа на власт, разговара за подобрување на односите, се говореше, се буквално кажа, се крчкаше тој договор за добрососедство, мислам. Во кој што немаше историја. Ме разбирате ли што ви кажувам? За мене е историјата проблем за суштинска реализација на тој договор, а не само за некоја мимикрија која што има за цел на крај на денот можеби да произведе нешто друго во контекст со името, со МПЦ и така натаму и така натаму. Видете вака, не може да си официјално лице на држава која што составила таков договор, да си министер за одбрана и утре дента да дојдеш среде Скопје и да кажеш дека Илинден е најголемото бугарско востание, дека Гоце Делчев не е спорен неговиот идентитет, дека Гоце Делчев бил бугарин. Зошто? Дали некој од Македонија отишол во Бугарија да им кажува, ама не е Гоце Делчев ова според писмото до, како се викаше туку, читајте го писмото. Океј, читај го писмото до генерал Николаев што му кажува, па нему. Ако немаме во официјална политика историја едно 50 години, совршено добро ќе живееме и многу повеќе ќе се почитуваме како луѓе, нема да има никаква омраза. Не може да ме обвиниш мене за омраза ако изреагирам на тоа што јас ништо не правам во однос на образовниот систем во Република Бугарија, ама ништо буквално, како сакаш учи. Дозволи ни ние да си ја толкуваме историјата како што толкуваме. Гоце Делчев е македонски национален херој. И сега пишувајте соопштенија дека јас сум против ЕУ, Орбан е против Трамп и дека преку Алфа Орбан го урива Трамп. Дунстери, наместо во глувчија дупка да се скриете и прошка да барате, вие се курчите дека тоа што вие сте го скршиле, никој не може да го залепи и това е. Мора да прифатиме се што бараат од нас драгите соседи. И ако е некој против, тој е анти-ЕУ, проруски, анти-Трамп, антички, никако да ви текне дека е сосема нормално некој да е про-македонски. Што знам, пробајте и вие, бе, нема да ви штети. Освен можеби на бизнисите во Бугарија. Бидејќи веројатно е вистина тоа што го кажа покојниот Божидар Димитров тогаш, дека се уште има луѓе кои ја уважуваат она дај ми пари, ще се чинам българин, со маска на македонец.
за да излажам ако може уште еднаш. Затоа тропајте глупости дека јас сум носел маска и сум бил анонимен. Еве мене јавно, како ви ги тргам вам маските на патриотизмот, за да се види вистинското лице на оние кои ја направија најголемата белја во поновата историја на Македонија. Но за ваша белја па сега народот одбра друг човек да го води домашниот ЕСАП сега и во следниот период. Но еве, ако веќе инсистирате и ако го поставувате тоа прашање, ќе се обидам на поинаков начин да ви одговорам. Овој пат споредено со сите оние одговори кои што се случувале во минатото. Уставни измени нема да има. Додека сум јас претседател на владата. Ако не бидат исполнети минимум два услови. Првиот услов, македонската заедница во Бугарија да ги добие загарантираните права согласно меѓународното право и меѓународните конвенции и резолуции за човекови права. Не барам устав да се менува. Ова. И второ, дека не добиеме гаранции за нашиот идентитет македонски, во кој што од вас очекувам поддршка како мој сограѓанин, мојот македонски јазик, дека нема повеќе да има билатерални вета и дека нема никој повеќе оваа држава која што многу пати покажала и докажала дека сака да биде дел од европското семејство, понела жртва како ниту една држава и овој народ и овие граѓани како ниту едни граѓани од Европа поднеле жртва, дека нема повторно да имаат нови омаловажувања, нови понижувања и нови обструкции од било кој од субјективни причини. Thank you. Тоа сакав да чујам. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со мистер Сотир Костов. И ќе биде многу интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Прва емисија за оваа недела, не по прв пат во оваа емисија. Сотир Костов, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав од мене до тебе, до екипата и до медиум. Ако земам да редам сега... И публика. Ако земам да редам квалификации какви секакви имаш... Немој. Многу време ќе ни одзема. Немој, пензионер. Да, Сотир Костов пензионер. Тука застани. Да. Вечерва те викнав да позборуваме како ти оди во пензионерските денови. Убаво. Убаво, чувам внуци, само тие ме слушаат, децава не, супругата така, али не се жалам од ништо. Поздрав и до Биле, да, само да, така. Да, само така продолжи. Така. Но во слободното време, сепак слободното време не го користиш за да лежиш пред телевизор и да гледаш, не знам, тенис, туку цело време. Не, и тоа го правам, ама и пишувам книги паралелно две, не знам кога ќе стигнам, не ми оди баш најдобро, аматер. Ќе најавиш ли зашто се книгите? Да, работна верзија, едната книга е и јас во заграда сакам да бидам лидер. Многу интересна историја има таа книга. Во завршна фаза е, ама така у задни време се двумам како да ја завршам. А втората е од многу поголемо значење. Тоа е вовет на проектот Македонија, преродба, револуција, државност, каде по 3 линии, тогаш јас прв пат ќе се јавам, ќе барам да ти гостувам, ќе одиме за Македонија наназад 170 години, па до денешни дни да дојдеме, малку свеста да подигнеме на младите генерации за нашите преродбеници, револуционери, државотворци. Апсолутно се согласувам и да искористам оваа прилика дека свеста се подига и преку систематско делување, односно апелирам до сите надлежни институции да поработат повеќе на случајот и, например, да видиме ние и некој филм за Гоце Делчев, филм за Цар Самуил, филм за... ги има толку многу што 100 филма не крпат. Меѓутоа, нели треба да се... Од твоја устав, Божи уши. Да се запознаат младите, оние кои што не се запознале во овие изминати бурни неколку години, кај нас, кога ќе не сподеси некоја злодоба, позитивната страна е што, нели, македонецот си ги збива редовите, енергијата се крева и во една таква атмосфера на крената енергија, оние младите реагираат бунтовно, инхибирајќи ја таа енергија во себе и реемитувајќи ја. Па дури недоволно бунтовно, ама во позитивна смисла, мислам и недоволно бунтовно, ама ајде, може би ќе има пресврт. Види, немаше матурска прослава изминативе години без да се вее кутлеш од
на 100 раце буквално. Така да се враќа атмосферата, се враќа. Тоа е тоа. Вечерва сакам да поразговараме за неколку актуелни теми. Сакав да започнеме повикувајќи се на твојата експертиза како човек од правосудството, односно човек кој што бил јавен обвинител, за адвокат. И адвокат. Сите заборавате на адвокат. Да, адвокатите сте подценети. Така денеска и Ленче Ристовска... Па не, толку сме заслужили. Ленче Ристовска реагирала во суд дека не го признавале стажот како адвокат бранителите на мојот утрешен гостин Драган Павлович Лата, сама со него ќе зборуваме за тие околности повеќе, се разбира и со тебе, бидејќи Ленче Ристовска е една од кандидатите за нов републички јавен обвинител, но пред да одиме на таа тема, ме инспирираше, мотивираше нешто друго, една изјава од премиерот. Предеска гледав баш седница на пратенички прашања, нели секој последен четврток во месецот, каде што опозицијата поставува прашање до премиерот и во еден одговор до пратеникот Скендер Реджепи, кој што го прашуваше до каде се евроинтеграциите, тоа го видеа луѓето и во воведот на крај, тој кажа дека уште еднаш рече, ајде да ви повторам на некој различен начин да ви кажам она што цело време го кажувам, уставни измени нема да има освен ако не се исполнат тие, нели прочитавме уште еднаш повторно по илјадити пат кои неколку клучни услови што ние би ги барале како наша гаранција. Па знаеш што сакам да прокоментираме? Колку пати до сега изминативе години јас се обидов и да најдам нешто примерена изјава на Маричич 23-та година кој што тврдел дека на средби со амбасадори од ВМРО ДПМН кажувале дека ќе го сменеле уставот кога ќе дојдат на власт. Имаше такви од левица излегува со пресконференции за Софијска платформа. Односно, на многу пати досега атмосферата што се правеше во општеството беше ако дојдат ВМРО-вциве на власт пред мај 2024 година, одма после тоа им ветиле на странците, нели на тоа митско суштество што ги контролира нашите животи, дека ќе го сменеле уставот. Тоа не се случи. После беше муабетот после локалните избори ќе го сменат уставот и тоа не се случи, па беше после конгресот на ВМРО ќе го сменат уставот. И еве сега повторно ги гледаме истите ставови, односно очигледно нели немаат намера да го изневерат народот кој што им дал доверба, а токму за да голема доверба. За тоа не се случува. Твое гледање на овој континуитет. Види, прво го спомна Маричиш, едно ќе кажам нешто што е ван контекстот. Многу ми е криво или апсолутно не сум задоволен како човек кој 35 години се бави со избори, што Маричич е избран за председател на ДИК. Еве ќе ви кажам зошто. Зошто? Тој е македонскиот инквизитор или последен се симна на ниво на некој од овие пашите, агите, султаните, кој го забрани името Македонија. Кој беше министер за правда? Се подсетиме, да, па дури нешто мислам името Асно, ама за Македонија сум сигурен. Тоа беше за она невладина на Димитар Џундев од Гевгелија, да го поздравиме. Па не на Димитар Џундев, само имаше и други млади. Се бавев ја едно време со нив, ама кој видов во позадината што е, јас дигнав раци од тоа, ама името Македонија ми е многу битно мене. Значи, тој го забрани, го имавме декретот, го објавивме тогаш, дека го забрани името. Јас се вака ќе направам компарација. Добро се подсетуваме на некои работи сутре, бидејќи некако, еве, 2023-та било ова, сигурно луѓе заборавиле на овие нешта. Памтам ја 60 години, памтам да дига. Ама гледај се што ќе направам. Нема да го споредам со некој од десниот спектар на крилото на политичкиот спектар, од актуелната влада. Ја ќе споредам со Кондарко. Назад е ова. Ви тврдам, овој председател на ДИК се плашам да не почне во ДИК да дава забрани, бидејќи тој е експонент на соросоидната мрежа, докажан, нема да одам со она октоподите, ручеците, тоа е само една нус појава, го следев неговиот развој општествени политички, ептен ништо нема направено као општественик, као политичар, не сакам да помислам државник, бидејќи никој пат не бил тој државник и лично мислам дека СДСМ требаше да понудат свежина, нов кадар, или ја не видов нешто лошо што направи Кондарко. Немам намера да го фалам, ама спроведе добри избори. Толку за Марич. Подосна за СДСМ изјава може да си поговориме малку. И оваа опозиција сега троглава, тоа е еден вид ламја со три глави, мене ми личи, е дезориентирана, е во хаос и
Мене тоа не ми се бендисува, не го посакував тоа, ама ќе мора да се помириме со состојбата. Тоа е демократија. Тоа е демократија. И тоа е политика. И така е. Бидејќи таа троглава предпоставува мислиш на СДС дуи левица, но гледаш левица, а не СДС и дуи, гласаше за Safe City. Па сега ќе види Богдан. Значи, тие се изучиле политика малку да те рад. Левица и дуи отидоа на лидерска, СДС не отиде. Ќе те потсетам на лидерската. Ајде. Ја нападнаа, тоа биле главешини на индијански криминалци, племиња, било викаше вака, Филипче. онака. Еве ги резултатите од лидерската. Значи, неполни 10 дена, 2 недели или колку поминаа, имаме го избра од Омбудсманот, државниот правобранител. Помина законот за прекршоци, Safe City, пречката се отклони, се дискутира и за други кадрски решенија, ова комисија тамо за дискриминација, борба против дискриминација, она. Лично мислам, сега па и да не гледаме се црно, дека дуи и левица дадоа допринос за отворен диалог на лидерите во Републичка Македонија. Јас само така сваќам дека ние ќе одиме напред. СДС го немаше. СДС, како велеа, Филипче, со криминалци не разговарам. Тој слоган него го фрли во глибот македонски политички на опозицијата, е еднаков на она како и досега на Али Ахмети и како она славна изрека на Заев еден П, демек знаеш кој, да не сакам да изговорам сега. Суетен новинар Суетен новинар и криминалци. Нема да ми ја тоа не беше падна како што треба. власта, И тој заглави многу ми е криво што скорашниот новиот лидер, ако можам да речам, на СДСМ ја отврли шансата за диалог, за политичка средба, а знаеме средбата е среќа. Се сретнуваме, менуваме информации, јас, тебе, ти, мене и така натаму, и останаа изолирани. Пржино не беше баш среќа, ама види, ова не е пржино. Тоа е грешките на која треба да се учиме. Океј, Тоа е се грешката. согласно. Не, види, диалог апсолутно треба да има, особено... Еве сега, јас сум и за ово со синдикалциве. Диалог, зошто се прекина социјалниот диалог? Зошто го тргна дел од синдикалциве настрана овој советот, кој донесе добри некои заклучоци и само треба да се дореализираат. Значи, апсолутно погрешна политика и постконгресна на СДСМ за што треба да се прави на политичката сцена за да се биде јака опозиција и ако добро го запамти прашањето, тоа си една традиција која влечи корен од Зоран Заев, од Димитар Ковачевски, сега е најизразена со Филипче. Не можам да ги сватам тие советници, како го заработуваат левот, како не му кажуваат што треба да прави човекот предконгресно, на конгрес и поконгресно. Ништо, дојде и отиде конгресот, не осетивме некоја промена. Види сега, ја не сум лицемер. Ја поддржувам оваа власт, ама и кога 7 години, 8 години беше во опозиција. Јас сакам да ја поддржам сега опозицијата да даде здрава критика на оваа власт. Каде бе, Богдане, со криминалци не разговарам. Каде се бе тие криминалци, не се заседнати во фотелите? Прво ќе критикуваат дека и Филипчета го зборуваше деновиве, да се вратам на ставот на премиерот од денес, дека Македонија сепак нели мора да ги направи уставните измени, нели тоа го вика Филипче, и некако како тука Искендер Реджепи денес во собрание, како да се подпираат на она сила Бога не моли народот. При што како да се исклучуваат себе си од тоа дека тие им ја дадоа таа сила на добрите соседи да го прават ова што ни го прават изминативе, па не може да се веќе 6-та година. Не може. Мене се сеќаваш на Ковачевски која викаше во преговорите со Бугарија се чувствував како со нож некој да ме боде во стомак. Запирка, мора да направиме уставни измени. Сега чекај малце. Како некој те боде во стомак, ти викаш фигуративно умирајки, ама само направете уставни измени. Или Филипче кој што вика ќе жртвувам политичката кариера, нели, макар по цена на мојата кариера, само да се направат уставни измени. Што име овие луѓе? Тоа е ставање во ќош, во слепа улица, пред зид и со глава зид не се Ама урнува. кого во ќош ставање? Цела држава ја ставаш ако од позиција на власт тоа го направиш? Они ставија и сега занемаруваат дека нивните погрешни политики контра националните и државните интереси на Република Македонија не доведува и мора сега ова власт да прифати. Не. Времето,
Иако сега некако као на цена да е времето не работи за Македонија, ја вака ќе речам. Времето работи за оваа власт, а штом работи за оваа власт, работи за оваа Македонија, еве од што. На одењето Агелер кажа нешто, ние по старите волци читаме и меѓу редови. Се спрема нешто, се дискутира во Брисел, посакувам тоа да биде добро за евроинтеграциите на Македонија. Денеска нешто као да чув на брзина пред да дојдам во емисијава, дека нешто и со визниот режим, со визите, со транспортерите, ќе биде на добро, ќе оди добро. Има нешто прави Европската комисија, да, нешто прави Европската. Власта најавуваше дека имаат предлози, прво сакаат да ги споделат во Брисел со лидершипот на Европска унија, и јас лично мислам дека веќе првите сигнали ги препознавам од Брисел, дека некои работи во поглед со односите, тоест ултиматумите од Бугарија ќе се менуваат. Дали Радев ќе добие власт, нема да добие, нас тоа не ни интересира. Нас не интересира Брисел да свани дека ние, како и сите други, треба да не мерат дали ги исполнуваме компенхашките критериуми или не. Овие специјални барања треба малку да се дали се важни и копенхашките критериуми на крај на денот. Ова е анализа што сакам да ја правиме, бидејќи знаеш зашто? Сосема известно дека Радев ќе дојде на власт, нели? И тој ако сака може да си ги користи таа мок што му ја дале во раце Заев и Ковачевски и сите останати. Таму били Маришич и Османи Бујари, Никола Димитров, и сите вклучени во тој процес. На Стево Пендаровски кумуваше, нели, особено на преговарачката Гоце Делчев, рамка на францускиот предлог. Да, точно така. Нешто се забораваат работи. Не, ја подсетувам и ти убаво. Се забораваат работи. Но убаво мушкало си, извини, под наводници тоа. Слободно. Буцкало, ева по-модерно, буцкало. Можит, по охридски ти одговорам. Но, од друга страна, имаме примери, утринава тоа го дискутирав со Ивица Боцевски, онака неформално. Вика, замисли, ние што све не направивме, нели, ако реша не те примаме. Хрватска од друга страна кога влегуваше, што се не направи, на крај пак ја примија. Ами Бугарија и Румунија? Не соработуваше со Хашкиот, мислам, трибунал, имаше спор со Словенија и така натака, но решија дека Хрватска ќе влегува и Хрватска влезе. Бугарија, Романија, па баш као примери, нели, за затварање на границите према Русија. Сега, мислиш ли дека е возможно некој, дури и на еден Радев, да го седне на кафе муабет или да го замоли да пијат кафе надвор од салата за гласање, како што го замолија Орбан, или Шолц кога го замоли Орбан да пие кафе за да гласаат помош за Украина, поради што па Орбан после пиењето кафе доби не знам колку милиарди што него му треба сатисфакција, сатисфакција. Дека е можно тоа да се случи и со еден Румен Радев, односно политичко проширување на можно е, во друга форма. Затоа реков дека компенхашките тоа е форма, не е суштина. Како што и човековите права на бугарите во Македонија се форма, не се суштина. Суштината е, како што вели Радев, историјата, идентитетот, Гоце Делчев, цар Самуил и така натака. Вака, можно е, ќе биде во друга форма, ќе ти откриам нешто за прв пат. 2 години веќе активно дома си се бавам со проучување на геополитиката и геостратегијата, ќе менувам малку дрехите и ќе одам во таа област. Ќе намирисав и затоа те прашувам се вака. И едно ќе ти кажа. Насетувам дека, предвидување мое, поради погрешната геополитика, а исто така и едно ниво пониско, геостратегија на Европска унија, кон она што се случува на европскиот континент, она што се случува војната Украина-Русија, ние ќе бидеме примени групно со останатите, не знам колку држави, инаку поединачно ние нема да примеме. Мислиш дека Европа ќе се свести и ќе рече чекај, сега, нели, ќе останеме клин и ќе останеме као опасна територија каде што може некој да влијае. Надвор од Европска унија, од интересите не само на Европска унија, него на континентот во целина. Ути Европа не е Европска унија, има малку и пошироко од Европска унија. Но како би влијал со... Тоа знаеш кој го покажа? Кој? Овој го покажа Трамп, кога и отиде контра на Европска унија, кога видовме, ние знаевме
8 години опоминувавме дека Европска унија е ранлива, ама Трамп им нацрта колку е ранлива. Преку Русија, Украина и преку НАТО. Сега, ние сме членка на НАТО, Не може да останеме вон тековите на Европската унија поради некоја си, дека ми простат, погрешна политика на Бугарија, не некоја си Бугарија. Народот го тргам на страна. Погрешните политики на политиците бугарски и мислам, полека доаѓа малку и освежување лидершипот, која многу го напаѓам лидершипот на Европска унија во Брисел, Париз, Минхен, ама, ево, италијанската премиерка, нешто се гледам, се менува во Шпанија, поради маките што се ги имаат внатрешни. Море како и од север да дува опасноста над прибалтичките земји и на скандинавските земји, од наводно руската опасност. Гледам некои други изјави во врска со Западен, иако ја мислам нема Западен Балкан, ама ево Западен Балкан или јужното крило на НАТО, лично мислам тоа ќе ни помогне многу. Ние треба да си работиме на реформите, сега ново поглавје ти отворам, на реформите, треба да запниме, треба да ги убрзаме и финишираме, бидејќи неле таму има фази, кораци, чекори, пардон и така натаму, и ќе дојде денот кога насмеани. Не сум сигурен дека Црна Гора и Албанија ќе одат толку пред нас. Не сум сигурен, бидејќи и таму суштината е има лице и наличие. Визави реформите, ама претходно сега околу новите односи во Унијата. Нешто се случува изминатиот, мислам, се случи од 3 јануари навака, еве, 25, 6, 7 дена, да живееме во... Потсетиме што беше 3 јануари. Па кога го црпна Мадуро од дома. И светот се испреврти, што би рекол Муртински, од сенека од главечки наопачки. Но она што ние го живееме се уште 35 години, им стана сега некако блиско и заканувачки и на едни земји као Канада, например, која што е за себе вика не е супер сила, но е средно голема сила, економски джин буквално, дели копнена граница со Америка, нели, и на југот и на Аљаска, и сега се наоѓа во една чурук ситуација. И сега сватиле тие дека она на Тукидит, нели, што прават големите, што прават малите, какво влијание има, а ние во суштина преку Бугарија ние живееме таков притисок, како што сега Трамп исто отворено им го прави. И да не забравяме и Грција, секој пат заседа не чека. Апсолутно да. Виното у Белград ќе го стават на полица, они мава. Грците чекаат само да завршиме со Бугарија, па тие ќе продолжат. Но ама се покултурни. Но од друга страна, па културни си им оставаме таму милиони секоја година на плажа. Не, историската култура им ја остави. Ние зедо, ајде, ние зедо. Сме биле при дел од ист културолошки чадор. Никој пат ја мислам не сме биле. Македонската империја си беше поотделна, ама да не ти влегувам да не одиме во длабокото. У агенда сетингот. Прашањето околу проширувањето на Европа, сакам да го подкрепам со изјавата на Мерц, канцеларот на Германија, од пред неколку часа. Ајде. Кој што вика се формира свет на големи сили, ЕУ е алтернатива на автократијата, нели големите сили го прекружуваат светот, ЕУ е алтернатива на автократијата, но мора да го научи јазикот на силата. Многу далечно ми изгледа концептот дека Европската унија ќе заличи на Американската унија, односно на United States of America, за да има, нели, еден председател кој што ќе може да командува дури и со заеднички европски сили. Од друга страна дека 27 засега држави, нели, перспективно 30-31 ќе се договорат за секое прашање едногласно, исто така ми е тешко за верување, но ако постојат такви планови за Европа да станува да развива собствен одбранбен систем, што некако им стана јасно дека, нели, и НАТО против НАТО не е невозможно сценарио, тогаш може еве да размислуваме дека на ЕУ би била посебно важна и балканската група. Многу важна. Балканската група. Од друга страна, на 3 континенти оди рутата. Од друга страна, ти го спомнав канадскиот премиер Карни, кој што потпиша стратешки договор со Кина. Знаеш ли кој друг беше денес во Кина? Кир Стармер. Сега ќе им се испревртат малце. А вчера кој потпиша со Индија, знаеш?
ЕУ. Договор за посебна соработка и Впрочем, така премиерот наш ни најави, значи во теке на некој работа. Впрочем, Европа и дел од Западот сега со БРИКС почнува да комуницира, свеќајќи дека Америка ги отпише или може да ги отпише. Малце ќе им се измешаат брзините сега на домашните Веќе се стратези. измешани. Ја мислам веќе се измешани, ама вака да почнем од ова што го кажа ти за моќта на силата. Вака, ки треба време на Европска Унија да биде силна како Америка, посакувам да биде, ама тоа малку ќе оди потешко, знај зашто. Прво нема исцртана територија, има зони. Те Шенген, те ваква, те онак. Нема еден председател, 5 председатели, те на комисија, те на совет, те на парламент. И тие не се избрани, тоа се делегирани. Добро, така си во право. И затоа немат моќ, немат легитимитет. И нема војска, што е многу битно. Нема полиција европска. Има разни други институционални органи кои личат на полиција и нешто многу малку на војска, нема единствена. Кога тоа ќе се создаде, могуче е да фатиме линијата на United States. Немаат унитарна територија, ќе дозволуваат на една земја да за проблеми нивни од 17 век нас не блокира. Се сеќаваш на уставот што му направија? Па треба повторно да си погледнат устав да направат. Тие нема, тие ако видоа не им се прифаќа у неколку држави, го тргнаа настрана. Сепак ја посакувам да го направат тоа, нема ние каде да одим, иако ја 8 години зборев за БРИКС, ја 8 години зборев за Евроазија, обединувањето, во 3 телевизии ми ги зимаа микрофоните и ме тераа друго да зборува. Не си. Тоа е многу сатисфакцијата дојде. Тоа е многу европско однесување. Ако не ми се ти не смееш да зборуваш за Русија. Russia Today ќе ја блокираме. Абе и црни ѓавол да е, сакам да знам што мисли и како размислува. Како е слобода и демократија и слободно општество, слободна Европа, ако викаш хоп, ова забрани го и цензурирај го. Се вториот дел да ти одговорам. Ова што се случи со Мадуро, што кажуваш ти, тоа е многу битна случка како наопачки ни почна државата на ниво на геополитика. Значи, тоа е враќање кон американскиот интервенционализам. Сега паси. Ама кон директноста, тој не престанал америчкиот интервенционизам. Значи, нема суверенитет. USA, шарени револуции, невладини организации. А знаеш ли како лошо мина проекти, во Јужна Америка, како лошо мина со 20 на држави? Оттаму доаѓа, не од Африка, банана држава, да знаеш. Знаеш ли како лошо мина прво? Така, да, со Камбоџа и Виетнам на почетокот, и они се враќаат на тоа. Ама, тоа е мерење, си мерат, значи моќта е, да кажам, да не сум вулгарен, со Кина, со Русија, со Индија, да не ја заборавиме растот на Индија. Ја мислам, сега Европска Унија се спрема за европски интернационал, да действува вон европските правила, норми, пишани, непишани на меѓународното право и на меѓународната политика. И во една од тие мерки предвидувам дека ќе сванат дека Западен Балкан, Југоисточна Европа треба да биде целосна како што ја заокружија Скандинавија со прибалтичките земји и нас ќе не примат. И нека биде интервенционализам, ама од поблага мерка и само така повтор пат вечерва ќе ти кажам ние влегуваме во Европска. Алексис Ципрас го кажа. Сами не влегуваме. Ципрас го кажа истото и за НАТО пред 2 години, дека ако гениалниот Заев, кој што седеше карши него, а Филип ше беше во прв ред на таа прослава на Сириза во Атина, некако форум, не знам што па не беа Нобеловци, сега си создадува форум. Да, си даваа награди. Си даваат едни со други. Ципрас има фондација, Заев има фондација. Супер, Сердаре, војвода, одлично. Ти војвода. Да, со среќа нека. Знаеш, некоја награда ние си поделиме. Па, ја мислам доволно што се дружиме вака. Но Ципрас го кажа токму истото, дека поради геополитичката реалност, односно нападот на Русија, војната што ја отвори Русија во Украина, дека денеска мораше Македонија да влезе, како што влезе Шведска, нели, во НАТО со уставното име. Сметаш дека може да се надеваме на такво сценарио и дека е добро да ја држиме позицијата. Дали во меѓувреме доволно работиме на внатрешен план за да го подобриме системот? А имено мислам дека работиме. И правосудството е дел од ракна на таа позиција. Уште на почетокот со смената на власт, лидерите наши, председателот Гордана Силјановска Давкова,
премиерот Христијан Мицкоски повикаа на инклузивност, на обединување. Не беа сватени на почеток. Последен голем, убав говор, најдобар говор, минатата година за 8 септември, повторно повика на обединување. Оваа лидерска средба беше за обединување, има првичен резултат. Според мене, според моите стандарди, мојата рамка, како ја мерам, опадна отпорот од Дуи и Али Ахмети, левица се приклони, оти се млади. Колку и да ги напаѓаме, они се паметни за некои работи, прифатија, не знам зошто Филипчи и СДСМ не прифатија, очигледно некоја Дубај и врска ремоут контрол имаше, најверојатно, и ја лично мислам, Еко, собранието функционира, гледаме. Дали е грешна ова политика или не е, ке се исправи ако не е баш најдобра. Ама профункционира, работиме. И еден Крмов тоа го рече од левица. Па молим лепо. Safe City не е совршен закон, ама важно е да го има, а у ходу, нели, Богдан, понатаму не ќе ги... подсети за Safe City. Јас едно ќе ти кажам. Најголемиот проект на оваа власт, можеби ќе се изненаден што ова го кажувам, можеби некој мисли дека има други поголеми проекти. Која е најголема вредност човекова? Животот. Да. Кој е веднаш до неја? Здравјето. Државите постојат за да го заштита животот на овој луѓето. проект, тоа го прави Богдане. И, веројатно, во план имаш друго да збориме, само едно ќе кажам. Овој проект и на кратки стази, и на среден период, и на долг ќе даде резултати. Заштита на човечки живот, на телесен интегритет, и мене ми е доволно. Пораки, СМС, сандучиња, камери, се ќе се исправи. Кога ќе го пуштиш ти системот да функционира, ако функционира, се покажа дека функционира. Првата недела ми стигнаа 4 пораки, нека е мене кај син ми, колата е на негово име, негова е колата. Немаш гајле ти. Слушај, може да се опуштиш. ме опомени одма, ми вика Филип. Тато, или давај, вика, фонд да отвориме да ти ги плаќам казните од 1 февруари, или менувај нешто. Се сменив, немам од тогаш ни една опомена. Значи, лошите навики, Богдане, мораме да ги менуваме. Ама, што е најбитно, сообраќајната култура мораме да ја дигнеме на повисоко ниво. Мораме. А знаеш зашто ќе ја дигнеме? Затоа што по джебот ни удараат. Јас сум, апсолутно не им замерам. Ама апсолутно на било што предвиделе, што технички не ми се бендисува. Камерата ли, ќе не снимале. Дајте молам. А кога одат на одмор во Грција, камерата на граничен премин не ги снима. Вака ќе ти кажам. Не име проблем таа камера. Ајде бе, бомбите кој ги снимаше и кого снимаше? Па апсолутно не видовме ништо од тогашната опозиција. Се видовме од тогашната власт. Не мора ни до таму да одиш. Одам најве до таму. Може и најповршно. Така. Најповршно може. Имаме смартфони со камера секој од нас. Не сум јас виновен ако некој те снима во Дубај на Харис Џиновиќ, кај што ти го сликаш заедно, дури се гушка. Значи, не држат тие примедби. Проектот е гениален и малку ти се оддалече, вратиме се на... Едина примедба што држи дека Safe City е против албанците. Нема врска. Двојазично, ама нема, се исправа. Ево, и нека е така. Ама, види, Сотир, 500 евра кога ќе ти дојде во пораката, тоа е на универзален јазик. Го разбираме сите. 59 км /Х километри на час, дали е тоа универзален јазик, тоа е главната порака. Еве на англиски нека на клингонски нека доаѓаат пораки. Се работи за друго, се работи за редот. Не може ние секоја тема да ја носиме низ етничка призма. Цела Европа и цел свет прифатил, ние не. Тоа е тема за башка. Мораме. Тоа е тема за башка емисија. Одиме, ајде, понатаму. Реформи, ЕУ и така натака. Правосудство. Ајде. Сега, после објективно поради кочанската трагедија, хорор, ужас, исто и тоа е посебна емисија, нели да може да споредуваме реакции општествени, политички и секакви Македонија и Швајцарија и зошто е тоа така? Може би швајцарците многу лошо реагираат швајцарците што не се толку. Ние позната каква сме, мала неразвиена држава, ваква. Абе, еве се случи у најразвиена држава. Се разбира, бидејќи еве се случи со најголем стандард, со каде законите важат, каде што има култура на закони и све. Не треба да политизираме. Органите да се ги пуштиме, нека се ги тераат работиве. Они за 2 недели пуштија во процесуира собствениците, безбедноста она, не дигнаат джева. Си ги терат. Не, тројца имаше, мислам, видите, и го пуштија во куќен притвор газдата, мислам. Не е важно. А кај нас драми правиме? Не треба. Тоа е дел од некрофилијата, да, стандардите политичка дека треба да се променат, политичката некрофилија, дека стандардите треба да се променат, дека не сме да има фушера и така натака, бидејќи нели, ако нешто може да се спречи, мора да се треба да се почитува закон крај крајева.
Исто и за Safe City. Основно, Safe City на правна не држава. се нови закони Safe City, истите закони се. Сомализми. Ма какви нема Прекршоци. казните се така. висината на казната, но ти на партизанска не смееше 200 да возиш до вчера, па сега 50. И вчера 50 и Богдан, денес 50. да не забораваме дека овие 3 месеца, 4 колку ни ги дадува од ноември, и едукација, а ја ти знаеш колку полагам на едукација, тренинг и обука. Значи, сепак не првоспита. Ја затоа го прифатив од првиот ден проектот, иако негде од кисела вода кај што излегувам, кај што сум навикнат на тоа жолткото секој пат да брзам, ќе ме мавнат и мене. Не, ќе се научам на жолто да застанам. Значи, треба на зелено да поминам. А не жолто, ајде брзај, тнки црвеното ќе те фати. И кога зборуваме, како нашите луѓе во Европа не фрлаат хартии на улица, дома фрлаат, добро, сори луѓе, ама и ова е дел од таквото култура. Да, култура. Промена на културските навики. Не и се. Ајде. Кочанските настани беа мала пречка за побрзо да се влезе во промена на републичкиот јавен обвинител, која што очигледно беше неопходна според огромен дел од јавности, експертите за власта не правмуваме, нели тие тоа го најавија, поради тоа што нели некои од обвинителите, најпластично кажано, често имале стомашни проблеми кога требало да потпишат наредба за истрага, така или за претеж, како се вика тоа. Но од Кочани до моментот кога беше прво интерпелација му изгласана на Коцевски, мува не го полази, си остана. Значи парламентот што ти избрал, ти гласа не доверба. Етика, немање морал. И кога веќе се влезе во постапка за разрешување, тој демек ќе направи фанта финта и поднесе тој самиот оставка на самиот. Ја велам 5 минути после 12. Како и да е. Сега започнува постапка на избор на нов републички јавен обвинител. Се пријавија 5 кандидати. Таму отсуствува неколку имиња што се шушка во јавноста, не знам од кои причини, тоа е обвинител Јован Цветановски, Мустафа Хајрулахи беше претходно ставан во некои комбинации, меѓутоа тој самиот си се повлече од обвинителство и влезе во адвокатура. Но моментално кандидати се господја Раичевиќ, така името не се сеќавам како Лидија или не е бит. Актуелната веде Анита Исаиловска, судијата Владимир Панчевски, поранешниот председател на на Кривичниот суд Владимир Панчевски, судијата Ненад Савевски и ќе ја наречам вечниот кандидат во последно време, бидејќи се кандидираше за висше обвинителство, се кандидираше за судија во Страсбург, еве сега се кандидира и за републички јавен обвинител. Не грешиш. Ангелот на Катица. Ангелот на Сајо. Еден од ангелите. Тогаш им беше кеф така да ги викаат на BBC, на CNN. Сега се вреѓаат и дури опоменува премиери како да се изразува. Еве, Сотир Костов не е премиер, ке си дозволи. Ангелот на Катица од Сајо. А дали е ангел, како беше на Глигор Прличев изреката лицем светци, срцем болци? Ти си од Охрид, а? Го знаеш тоа. Сосема случајно. Извини, продолжи. Ленче Ристовска. За да заокружиме. Само ме интересира името на... Не сакам никого да не испочитувам како што треба. Види, и тоа нешто кажува кога не ни текнува името. Анита Тополова Исаиловска е актуелниот веде, Лидија Раичевиќ. За Лидија беше проблем. Другите ги кажавме по име и презиме. Посреќен. Како ти личи овој пул на кандидати? Морам да ти кажам. Полагаш надеж дека Ленче Ристовска може да биде и да ја оправи работа? Ајде пред да ти одговорам за тоа, да го кажам мојот главен став. Ајде. Не сум среќен што ги нема таму Мустафа Хајрулахи и Јован Цветановски. Ако се дисциплински казнувани или уште се казнуваат, ако криви може би има тоа беше смислена стратегија во право на Коцевски. Може би Цветановски не смее затоа што му даваа некои казни, суспензии, не знам, и тој беше под маша на Коцевски. Кривично не се осудени и можат да конкурират, ама они си знаат зошто не конкурираат. Ама ја кажувам, не сум среќен што ги нема таму. Едниот го знам 20 на години. Иако ме радува Владимир Панчевски. Па види сега неправда или не знам што, па од овие 5 кандидати него најмногу го знам. Мислам дека човекот кризисната материја малиот прсија има. Сега, неле, осудувано, иако мислам него го осудија неправилно. Ама тоа треба да се дискутира зошто и како. Јас од 5 кандидати најмногу го знам него, не одлучувам и сега ако ме тераш да давам карактеристика, неправедно е, оној другиот судија не го познава. Не види, јас можам пример да говорам за нив само од коментари. Тој судија беше коментиран од
Јанаки Митровски дека бил чесен и така натака. За ова Раичевич имам исто од некој друг добар збор слушнато. Актуелниот ВД не го познавам. И Раичевич Ленче следам не по го долго познавам. време. Повеќе ми личи професорка за кривично право или за право, отколку обвинител. Обвинител треба да си строг. Обвинител треба да имаш озбилна фаца. Кој од овие кандидати не ги исполнува критериумите за републички јавен обвинител според тебе? Не знам. Не знам. Ќе те Немам разочарам. представа, Значи, пази, едно е моето мислење за нив, онолку колку ги знам. твоето Значи, јас мислење. сум хендикепиран, не ги познавам доволно, а во поглед на стручноста, ако малку порасчачкам во нивното минато, во некоја следна средба, брза или не брза или кафе пиње, ќе ти кажам. Добро. И сега сум, значи, јас субјективен. Океј, разбирам, почитувам. Кривичното право знам дека Панчевски го знае гениално. Дали би било, океј, ајде да зборуваме за тие што ги знаеме. Океј, еве, да ја дадеме предност и поголема шанса на госпоѓа Ристовска, бидејќи ја знаеме од јавност А највеќе. зошто да ја даеме, бе Богдан, да те Затоа прашам? што, чекај, чуј се. Ајде. Се претвори во уво. Дали би имал ти доверба, нели си бил дел од тој правен екосистем, републичкото обвинителство да го води обвинител кој што е дел од поранешното специјално јавно обвинителство и многу други што биле дел, сега се нели распоредени стратешки по обвинителствата, но е дел исто така и од оној случај за кој што спореше Хајрулахи, односно дека овој Коцевски не му го терал да се откаже за бонусите на СЈО. Бидејќи пред да се разреши таков случај, како би можел да имаш чист став, конкретно еве таа Ленче, таа Фатиме Фетаи, овој Бубевски што до вчера го водеше Скопското обвинителство и така, и сите други, колку беа 12 имаше таа Ангели, Ангелчиња помали Катица севкупно. Додека не падна како Луцифер, што би рекол Ацо Станковски, веројатно во канџите на правдата и заврши во Штипскиот Многу е затвор. чудно зашто само таа падна. Кај беа другите? Кај се другите? Срекно распоредени во 4 најбитни обвинителства. Тие не знаева, но еве овој да чујам дали би поентата. имал доверба во Не, сега ќе ти кажам. Прво и основно. Јавно обвинителската експертиза, значи стручноста, значи честноста, значи отпорноста на влијание, значи имање искуство долгогодишно. Ленче Ристовска е многу тенка или таа експертиза и е многу ли таа? Не знам, може би Ајде е вака врвен со контрапрашања. Може би е врвен Знам правник. нема да се бендисуваат контрапрашањата, Слободно, ама многу може ги се сакам, бендисуваат. многу сакам. По кој предмет ја памтиме да го реши како што треба? Јас по ниеден. Да довршам па одговори ми. Okay. Пошто ја памтиме пред СЈО? Луѓе без идентитет, луѓе без име и презиме на јавни обвинители, случајно знам како Катица ги бирала. Како Катица ги бирала, те молам да ми кажеш. Па другите одбивале, трчала по ходници и избра. Катица трчала? Јас ти тврдам. Добро. Јас ти тврдам, имаше мал рок да ги избере. Ова го знам од инсайдер. Нели, јас сум новинар, не смеам да го кажам. И еве што избра. Покажа ли СЈО резултат? Не покажа. Оставали опашки? Остави. Ван рокот за истраги. Спроведуваа ли незаконски истраги? Спроведуваа. Јовевски незаконски ги даде предметите за да уценуваат политички, да прогонуваат ги даде и си ги размести во 4 најбитни обвинителства. Сето тоа да го фрлиме на страна, една опашка и е многу долга. Тоа е опашката на бонусите на СЈО, зошто не ги одбила? Сакала пари. Зошто од кога ги добила е откриено и треба да е паметна дека цел живот ќе ја следи тоа. Еден обвинител се изјасни дека е незаконски неуставен, еден председател се изјасни, Пендаровски, обвинител Тејовски, а други обвинители поведоа постапка, па ја сака да ја стопират. Значи, зошто не ги врати парите? На таков обвинител нема да му дадам никој пат поддршка, легитимитет и да го изберам, еве зашто. Злакоп имаме, бе. Јовевски го избраа како што го избраа неуставно, ќе те вратам назад. Првиот успех, обид за гласање неуспешен. Овој Таљо
терористот политички цап-цап наместо да го одложи прашањето за втора мајка, веднаш повторно гласање го избра со 60 Така глас. е, точно. Знаеме што направи, што не направи за 5 години или колку години, ништо не направи, да него сега не го актуализираме. Вториот обвинител ничем крив, не изазван, непознат за јавноста, дојде да заврши некоја работа, ја би рекол за ДУИ и за тогашне на влада, и ни ја заврши работата ним, ама на Македонија со гонење на организиран криминал и гонење на корупција не ја заврши. И сега те прашувам јас тебе. Ајде. Ако овде ја додадиме познатиот инквизитор средовековен Рускоска, како битен обвинител на свое време, пак ли да бираме некој кој е? Пази ја Ленче сега. Еве и ја поканувам на еден дуел, иако може би ја за неја не сум ниво. Ама ајде, да пробаме. Значи, да видиме Ленче колку е изфрустрирана, колку е суетна и да и го мериме егото. После секој нејзин неизбор, она влегува во конфронтација со Јовевски, со Коцевски, со Те Совет молам, постави го прашањето. Те молам. Сега слушни го мојот одговор. Толку од мене. Знаеш која е Значи- мојата теза што прави Ленче Ристовска сега? А ќе тргнеме уште од времето кога ги бираа нив како Spice Girls, предпоставувам, кога се прави бенд. Море, женски, тој е машки. комплимент. Во ред тоа е методологија. Ме сваќаш, не? Тоа е методологија. Пример, правиме музички бенд од 5 души и сега целта е секој од 5 да привлекува што е можно повеќе луѓе. Да. Едниот ќе е црн, другиот ќе е спортист, третиот ќе е тетовиран, четвртиот ќе е мамино синче, петиот ќе има шум на срце. Тоа е Backstreet Boys. Немаше црнес таму, тоа душе со еден свичав. Да. Spice Girls, таму е црнкињата, таму е Sporty Spice, таму е Posh Spice, таму е Викторија. Нели, ме разбираш. Рецепт, коктел, фуп, и секој сака да гледа барем една или еден од нив. Веројатно сеја во трите граци ангели што и да беа, Катица требаше да биде кротката домакинеста фаца, вака што ќе ја гледаат нашите мајки, баби, нели, вака, ќе рече тоа фината женичка. Фатиме требаше да биде еманципираниот бич од албански, од српски происход, а Ленче Ристовска веројатно требаше да биде како убаво си ги нежна, знам по нешто и јас. А Ленче Ристовска требаше да биде и така се противњаше цело време покрај овие другите две кои што беа погласни како наивната, фина девојка. Речите и беше прв портпарол на СЈО. И не тоа, се сеќам тогаш девојчиња косите ги шиша да личиме на Ленче Ристовска, разбираш? Ова сам го пропуштил. Па добро, ама тоа беше имидж, значи некој водеше имидж кампања. BBC не дошло за мене и за тебе да снима филм, макар дека сме црни ѓаволи, туку дошло за нив дека тоа се чрлевите ангели на демократијата во Македонија и ја оправија работата, не се. Но таа од тогаш ја фати таа трета лента на автопатот и кај што овие Катица се фати Титаник, Митаник, нели, со гордост ги кажуваше тие имиња на случаите, за на крај таа да биде Леонардо Ди Каприо во Титаник. Фатиме Фетаи документарци која се снима, нели, па со цигарите, какви пушела, што пушела. Тие беа погрлати. Иначе Фатиме и Ленче се различни парадигми. Или кај што сакаше, не, јас кажувам она што сум го гледал, анализирам што сум гледал. Или како уживаше на пресконференција да цитира делови од обвинението како штичкати матер. Тотално непознавање на кривичната, на јавно-обвинителската функција. Но Лена си пројде на третата лента. Сега знаеш што прави според мене? Ајде. Мислам дека таа се спрема за функција, ама не сега. Таа си ја гради, зошто инаку се тужи со ВМРО. By the way, и се закануваше, ќе ги гонам до крај. Нејзина е блокадата на имотот, мислам дека е на нејзин предмет. Блокадата на имотот на ВМРО ден денес, имотот уште има блокиран. Но зошто влегува во јавни конфликти? Бидејќи се подготвува за функција во некое наредно време, кога овие што ја бараат Лаура Ковеши, би имале прилика да дојдат повторно на власт и таа да е природниот прогонител на, нели, ако повторно успеат ВМРО да го отцрнат дека е државен непријател број 1, дека се терористи на бањата и спијат на таван, вошки имаат, јадат бебиња и така натака. Ова е трета, ја дури велам четврта генерација на ВМРО да помане. Но јас ти кажувам што сметам дека што сметам дека таа прави, дека таа се затоа конкурира ваму за Вишо одбиена, конкурира за Страсбург одбиена, конкурира за републички. И све во нејзино време. Но нивно време. Но на крај кога ќе се пакува тоа нема така да се пакува, ќе се пакува поинаку. Дека
во време на ВМРО-вската власт таа не успеа, беше шиканирана затоа што премиерот ја навредуваше, па таа се тужеше, не знам уште ако не ја добие. Со име и презиме. Ако не ја добие тужбата, ама види, и да не ја добие тужбата за клевета, ево и Латас го тужи. Значи си гради имидж за себе дека е десничарскиот естаблишмент, нели? За да биде природен избор на левицата утреден. Ме сакаш? Тоа го прави според мен Богдан Ристовска. Те сгрешив, извини, лапсус направи. Богдан не само 13 не додаде, не е ништо. Не. Тамо ти си 14 мине. Гет кажа нешто. Јавен обвинител не смее да тужи некој, сем фронтално, физички, ако е нападнат и загрозен, не смее да се бави со јавни личности. Тоа е правило број 1. Јавниот обвинител појавно треба да биде да не се гледа, а во работата секојдневно да го гледаме. Ленче е многу далеко од тие стандарди. Ама сега нешто ќе откријам, иако сум зборел во што не е јасно, во овие студија не знам кои беа, пред многу години. Не знам дали ти бил гостин адвокатот што беше председател на адвокатска комора Додовски. Не. Да си го повикаш ако си најдеш време и простор. Секако. Тој адвокат знае како се ја работеше, кој му се... Он ќе ми замери ја ова што ќе го кажам, ама доста молчев. Знае кои се методите на уцена, на закана. Тој адвокат се откажа да го брани Никола Груевски. Тој адвокат сакал да се исели од Македонија. Му се уценувале фамилијата, живот и него. Кај него работеше Димитар Дангов. Добро. Димитар Дангов требаше да не брани нас за 27 април, но видиш како ти текнува. И се гледај. И Димитар Дангов исто така мислам дека беше замолен, да не речам присилен, приморан на некој да ни откаже полномошно. И се гледај. Така да ги знам јас тие методи. И се гледај. Кога виделе колку правнички е поткован тој адвокат, колку знае како ги победува на тие разговори, договори, каде што можело да дојде до некој договор. Исклучително вешт адвокат. Тие му се закануваат, му прават што му прават, човекот се повлечи од се и го немаше толку години, еве го сега се јавува. Нема ништо страшно тоа да се морам каже. ова да ти докажам. Да. Каде била Ленче да се огради од таковиот метод, учествувала со Катица и со она Радовишанката Лиле што е у Јорм, Стефанова, да. Каде била да каже, ова не е улогата на јавен обвинител вака да се заканува и кога ќе земиш членството како го малтретира како граѓани на Република Македонија на ВМРО да кажуваат давале пари, не давале пари како подршка на партија, ако неки им ги одработа падат блиските синови, керки, роднини, ова прв пат го кажувам. За таа Ленче Ристовска ја не разговараме за јавно. Им се заканувале јавно на блиски. Еве, нека дое, нека ми одговори или нека ме викне на медиум кој таа ќе го избере, да им кажам што све правеа во СЈО. Им се заканувале на блиски, на не на нив за блиски. На луѓе кои што се донатори на партијата. Па нели имаше предмет еден. Имаше, да, давало, за финансирањето. И сега што требало да кажат дека не се донатори, дека тоа е форма на фиктивна работа. А ако не го кажат ама не е само тоа. Ако не го кажат тоа дека ќе им бркаат блиски. Да, ти го тврдам ова. Како може обвинител да каже дека ќе брка нечим близок од работа? Да се задржиме на нивото, да не ги чачкаме луѓево, пак да ги травматизира, на нивото на адвокатот да се задржиме. Одговорно тврдам дека тоа му го направија, ја тој човек не го познавам, а сакам да го запознавам. Тој човек е многу квалитетен правник, многу добар адвокат. Тој човек може, погледни сега нешто што ќе. Тој човек може да конкурира за судија, за председател на суд, за обвинител, за шеф на некој обвинителство. Има правна експертиза, има познавање, има искуство. Намерно ова го направив. А Ленче, одговори ми бе, кој предмет го направи у СЈО, кој го заврши или претходно од кариерата бе, Богдан? Ајде, млада, ова го кажувам без иронија, млада, симпатична, ваква таква, ќе сме ја приметили бе? Ќе сме ја приметиле да видиме што направила она од каде од Тетово потекнува, така мислам. Што направила у Скопското ако била вработена, ако била во вишето, ова е кариерата пред СЈО. Абе дај да видиме кариера девелопмент пред СЈО. А кариера девелопмент фаза СЈО знаеме. Пост СЈО знаеме. Дај да видиме претходната. Па она нема години бе. Богдан, она нема години, она нема искуство за тоа. Сега веќе стекнува ама повеќе негативно искуство. Што ако таа па сега тужи се заканува со тужби. Ева ја вечерва намерно рескирам, ама не рескирам, намерно свесно правам мене да ме тужи. Јас се сум потресен од знаеш како? Слободно. На стари години ќе одам по судски Ќе се вратиш во да, не, пази, ја држам светски рекорд. Никога во живот не сум тужел, а сум тужен само од поранешната сопруга, почината ја не коментирам.
за имот, го добив предметот и сега ме тужи еден аналитичар или не знам што е, нема проблем, ќе го истрпам и тоа. Еве и Ленче ја повикувам. Не. Јавен обвинител Република Македонија мора искусен, стручен, независен, со најголем процент на отпор од влијание ВМРО, ДПМН, ДУИ, СДСМ, Левица. Треба да ги нема во тоа влијание. Така е, апсолутно се согласувам. Тој јавен обвинител да направи тим, прво да го пролуфтира јавното обвинителство на Република Македонија, фиоките да ги извади, па да поиде во вишото, во организиран криминал во Скопското, да назначат добри јавни обвинители таму, да си направат тимови и да почнат да делегираат битна не и внатрешноста. Има небулози во Штипското. За Штипското 5 емисии ќе ти зборувам, јавно обвинителство и основно и вишо, ама по други медиуми сум го кажувал тоа. Има небулози Битола, иако од помали размери, не заборави Струга е таму. Очигледно има небулози Гостивар. Секаде има Гостивар сутри небулози. И треба да се прочисти јавно-обвинителската организација. Тоа е мојата прва организација кај што сум работен приправник случај соработник и заменик јавен обвинител. Мене ме боли за таа организација. Сакам да ја видам реформирана, сакам да ја видам ефикасна и сакам да видам дека се работи, бе се гони криминал. И знаеш што треба да се направи? Само што да кажам. Новиот јавен обвинител, ако ги заживее истражните центри кои вака на дланка му стојат, два јавни обвинители не ги заживеа, ќе биде од него. Ленче нема таков капацитет. А знаеш што треба да се направи? Сега како лаик да кажам. Да. Дека треба да се направи некоја законска измена да и обвинители и суди добиваат жестоко под джеб кога некој нивни предмет ќе падне на Страсбург. Ако Страсбург го прифатиме како нели Не, само да вратиме кривичното дело што го избришавме и се сме добиле. Не мора под джеб. Кривичен прогон. Ако се види дека си бил пристрасен, па тоа е во бангалорските принципи донесени 2003 година. Најбитни принципи на правото, на судството и на јавното обвинителство. Значи, ако не се придржуваш канив, ако главните принципи на кривичната, еве сега одиме за кривичната постапка, не ги почитуваш. Значи, барање на вистината, еднакво третирање на странките, кај на странките еднакво не се третираат, бе. Абе, политичкиот прогон ве здробија вас, бе, лом ве направи, ова не ме сваќа погрешно, абе, ве понижуваа, ама они самите се понижија. Значи, инквизиторот Русковска и джелатот вечерва, морам да спомнам. Добрила Кацарска. Браво! Добрила Кацарска направија најголем, како го нареков ја тогаш, судски, најголем светски судски срам во Република Македонија. На векот. Не смее на векот, тоа не смее да се повтори. Со ваква обвинителка, ни случајно, ќе се ги прибере, види како и се распределени. По имења сакаш да ти ги кажувам кој е во организиран криминал, кој е во Вишото, кој е во Скопското, кој е во Републичко, сите се распределени, чекаат Ленче да биде избрана, да се организираат и повторно да се светат сега на оваа власт политички да ја прогонуваат ради тоа што СЈО не успеа. Не можеше да успее, диво месо по 100 пат ќе кажам, нешто што беше антиуставно. Мојот впечаток е дека микрофонот е ваш, господ. Попрво јас ќе станам републички јавен обвинител отколку Ленче Ристовски. Бидејќи на крај кој ја бира? Собрание. Благодарам. Што ако Ленче Ристовска седи дома пред телевизор и вика ама и Панчевски има судска пресуда и така натака, црно петно и така натака. Колку ќе му е тешко па на судијата, со кој што, да ти откривам се јас една тајна, вчера разговарав и се надевам дека во догледно време, која, не знам, ако постапката, не знам какви им се роковите сега, дека ќе го убедам да се појави во емисија, да поразговараме за тој е да го убедиш. Транспарентен на Facebook, пишува за се зборувам за него, го издвојувам како човек кој што има катарза некоја пројдено и нели кога некој си ја бара правдата, кога се оправа, кога го кажува својот глас, макар на социјални мрежи, човечки, знаеш, секој може да препознае кога, знаеш, некого го набедиле, му направиле неправда и сака да ја исправи таа работа. И барем за тој дел јас сакам да разговарам со него. Како случај со случај. Знаеш кога Ленче ќе биде обвинител? Кога ќе напише книга, као Панчевски се напише, кривуме и на промоција не можев да идам, бе во Кавадарци, морав да сум таму. И тогаш Ленче, нека покаже бе труд некој што напишала. Малку и у теорија да видиме. Нека покаже некоја скрипта или било што. Кога веќе нема предмети. И уште една ограда ставам,
госпогите Раичевиќ, Исајловска, помалку ги знам, не сакам да Тополова, зборувам. Исајловска и Ненад Савевски, немам За Исајловска добивам ја некои добри информации, не ми се проверени, не можам да ја коментирам. Нели, треба овај совет на јавни обвинители да даде мислење за секој од нив, после не знам, тоа оди на влада враќа до собрание. Така беше. Советот е на тест да ти кажам. Иако ќе ти повторам, нема да сум досаден, изборот не е голем. Јас дури, ама ова е непопуларно, јас дури конкурсот би го повторил. Ова е моje лично мислење. Те молам, немој да мислиш дека се наметнувам. Не бе добро. Очекував се слободно. Очекував интерес минимум над 10 кандидати. Прашање, што ако советот за сите даде негативно мислење? Не би сакал со хипотетички прашања. Дали е тоа дисквалификатив или тоа е само нивно мислење, па пак влада после дава колку 1, 2, 3 предлози до Не, вака. Советот, морам да ти кажам малку, неле, на фурна повеќе од тебе сум јадел, нема да даде за сите негативно мислење. Така мислам јас. Така мислиш, добро. Така. А може би некаде позади во малиот мозок посакувам нешто такво да се случи, за да сватиме дека имаме многу поголем квалитет во јавно-обвинителската функција, организација, во судовите и ограничени се адвокатите. Во последно време ги напаѓа многу адвокати. Има зошто. Со етиката имаат проблем малку, Кочанскиот случај. Ама, кај адвокатите, знаеш ли ние кои величини правни ги имаме? Зошто не може да конкурира со оние, да те прашам тебе? Зошто? Не Се знам. ограничени. Така да, може би, на брзина, по брза поставка, малку и законот да го смениме. Ова не го наметнувам као мора да биде, ама као искусен правник, јас си го кажувам, нека се види тука колку сум си независен, морам вака да си кажам, дека не спроведувам ничија агенда. Што и да се прави? Посакувам јавен обвинител со лик, нормален дело човек, и експертиза. Нормален човек, кој што ќе следи закон, толку едноставно. Иако, нели, професијата не е едноставна, таму ти си под ризик од криминалци, нели, кои што може ем да ти нудат дилови, ем да те уценуваат, ама затоа сите се сеќаваме на славниот Џаш Фалконе и така Јавниот обвинител натаму. треба да работи 24 часа на ден, а треба да биде заштитен од безбедносна гледна точка, неговото семејство и да е безкомпромисен. Слушај го се ова. Кон луѓе од власта што застраниле, кон луѓе од опозицијата што застраниле, кон подземјето кој има пипки во бизнисот и во власта и во опозицијата, ама се зборам на за 10 години, кон тие луѓе и кон меѓународната мафија која Македонија ја направи швајцарско сирење во последните 10 години. Едно, сега, пред кооперација мислење, може ли да ти кажам кој не е далеко од вистината? Ајде. Ако се појави таков човек и спроведува доследно закон, ќе треба 15 затвори да изградиме. Ако. Пола правосудство. Ќе градиме. Пола правосудство нема Не заборави дека ова власт се градители. Пола правосудство ќе биде испразнето. Ќе градиме. Пола бизнисмени и така натаму. Good governance и добра и правна држава се гради само така. Рим не бил изграден за еден Кажи ден. ми 30 секунди пред да затвориме сака нешто ти поклон. Не 30 секунди, јас едно 8 минути, во кои што 8 минути сакам да 3 вака те замолам да посветиме на да не ти го ускратам тоа задоволство, да ги пофалиш СДСМ Конгресот. Преска почнавме. За Бојан Маришич може ли став само ти кажам? Мене си предлага на дик опозицијата кои сакаат нека Заев нека го стават да го сакаат. Но од аспект на СДСМ сметам дека не е сјајно, иако Филипче веројатно мисли дека е политички опортуно да Маришич и неговото крило, ако постои такво или не, или дека е препознатлив лик од Заево време, дека е добро да го има, за народот да рече добар беше Маришич, добри се СДС, не знам. Или па може би е таму за да, кога ќе има изборен процес, да каже изборите не валјаат. Но, не е добро што не добива шанса некој нов писмен, нормален, и не мора да е нов, може некој стари забораве нас. Ај ти кажам нешто преку мој повторно се рециклираат кадри. Но тоа си е навистина, искрено, без нивна работа. Може ќе имам прилика и со Бојан да разговарам тука, па еве, покани се го. каже и тој. Па го покани уште кога после избори лани му пишав лично и он нему бега.
Мене еден Славјанка, новинар ми кажа дека бега од дуели. Оставивме отворена врата за некоја идна прилика, можеби ќе имаме и брзо, што да не. Кога уше во ТВ Нова му реков на еден мој колега пријател, бе викни го, викам, нови фаци за дебата, а ја бев многу присутен таму, викам Маричич, ау, вика, неќе да чуе за тебе со тебе, вика, си бил, вика, французите велат трефор, премногу агресивен за него. Ајде, созрен, може да би... Ајде се вака ќе ти кажам, на Запад Слушам. личниот пример е многу поучен, кај нас е фалење, ке ризикувам. Еднаш ми беше понудено функцијата заменик јавен обвинител на Република Македонија и ја одбив. До ден денес со човекот што ми ја понуди си имаме прекрасни односи. Тоа е почитуваниот Джиков и не желам. Бидејќи реков, минато ми е времето. Јас со таа организација завршив, ама посакувам се најдобро. Цел живот од кога се пробив во избори, изборни кампањи, политички маркетинг, социјален маркетинг, па еве од 16 години брендинг, сакав да бидам член на ДИК. Значи, ова не го сакав, сакав да бидам член на ДИК. Не. Два пати губам. Чекај сега ти кажам. Два пати губам. Зошто? Првиот пат поради моја наивност дека не треба да обезбедам политичка поддршка, те враќам таму доле 2003-2004 година, кога се договараа составите на ДИК, отидов тоа и изгубив во фотофиниш од Новаковски, кој до ден денеска ми е добар другар, ама јас не си обезбедив ни од ВМРО НП, со кој имам прекрасни односи до ден денес, ни од ВМРО ДПМН. Не, и си изгубив 5 сата се дискутираше, море јас сум имал сообраќајна дозвола со ВМРО ДПМН, сум ставал и така натаму. И втор пат конкурирав и вака реков. Ајде да се кладеме дека во прва секунда моето досија ќе биде тргнато настрана, кога СДСМ ќе ме види на маса во клуб на пратеници ги договараа. Како сум погодил, го прашав еден учесник, вика, каде бе ти си, вика, толку видовит? Вика, кога почнавме да гледаме, Сотир Костов настрана. Не ми е криво, ама мојата желба не ми се оствари. Значи, сакам ДИК да има добар председател. Новаковски не беше лош председател, ако од левата страна. Александар Новаковски или Сашо Новак е фантастичен човек, семеен пријател, охријанец. Он потекнува од канцеларијата на Драган Поповски Попе и он е добар правник, до ден денеска се живееме со него. Да не ги бројам сега сите. Беше бранител во 27 април. Не си работи човекот. Маричич ќе биде од Кондарко посла председател на ДИК, НД, се сум ти кажа. СДС Конгрес. НДС Конгрес. Препуштена шанса. Не можам да сватам зошто пред Конгресот имаше толку жолчи стурен, на Конгресот се поклопено, најлошата варијанта за СДСМ, под тепик да се стави се, и сега пази едно автократско однесување. Сите што се пројавија против раководството на СДСМ беа санкционирани или со исклучување од редовите, што би рекле, немојте на телевизија луѓе, или етикетирани као, не знам како вели, измекери на оваа власт, квислинзи. Сега вака, ќе ти изненадам. Тоа е одлика, сега психолошки профил ќе дадам многу краток. Ако ја гледаме психоанализата на Фројд и Адорно, тоа е одлука на лидери, личности политички, кои се биполарни, во исто време се арогантни, агресивни, кога се работи за правецот надолу, тие под нив. Ама се поводливи, коленичат и може со нив да манипулираш, кога се работи за правецот над нив. На што целам? Филипче и тие околу Филипче се покажаа за своји прекрасни кандидати и членови на раководство, актуелно, а раководство е и градоначалници и така натаму, и бивши функционери на СДСМ, најригорозни, ги срозија, ги тргнаа настрана, ги фрлија без политички основ во калта. Значи, тоа е она темната страна на личноста. А се покажаа поводливи, коленичат, безрабет, кога сега од каде да тргнам, од Дубај, од Грција, од јахтата или од Струмица? Тргни од 21 кат и зборува за 27 кат надолу. Кој им каже, сите ќе ги елиминираш, ќе земеш непознати во политиката, невлијателни, ќе ги раководиме. Јас ова не ликувам, ја му посакувам на СДСМ
катарактата политичка да си ја тргнат, кокошкиното слепило да се излечат, да видат дека со овој лидершип не одат нигде, Богдан. Значи, тој конгрес е промашен. Ајде да споредиме со ВМРО. Нова парадигма 2030. Нова стратегија. Договор со народот. Уште два не ми текнува у моментот, ама 5 тежични документи донесе власта која не мораше толку да запиња, можеше да ужива. Ама велат 2030. Кој документ го донесе овој конгрес? Ајте, молам, помогни ми. Никој, ево, ќе ти кажам. Никој, само си се потврдија и пази сега. Легитимитетот падна уште по. Последниот легитимитет беше 9000. Подобро да не носат документи. Секогаш кога носат документи, нешто лошо се случува во Македонија. И ти си во право, ама знаеш, конгресот зошто е? Да изградиш нова страна. Абе, има ли доктрина на СДСМ, те прашам? Има како не. Која е? Значи, јас сум неинформиран. Не знаеш ти доктрината на СДСМ. Ајде, кажи ја. Ќе ги да кажам доктрината. Беше најавена ова најновата доктрина 2009 година, се вика доктрина на неприличен патриотизам. Кога старташе со најавата дека не ги прилича патриотизмот. Не сме ние патриоти. После таа најава дека не ги прилича патриотизмот, подсетувам. Вечерот си се подсетивме на тогаш Бог се роди, што би рекол Венко Филипче, и кога се роди, он се јави и го цртна од нивите. Овој го фрли преку Атлантикот, го спрема за нешто големо пријателите, дојде тука и реши да биде бомбаш како што Црвенковски веројатно не сакал да биде, и останатото е историја. За да само уште еднаш дојде на власт со помош на странци, тоа се надева дека ќе го прават во иднина. Богдан. И нивна работа. Народот е се попаметен и попаметен. Вистина е дека е и порезигниран, вистина е дека е поразочаран во голем дел и така натака, но и дека е политички помудар и дека секојаш знае да одбере. И дека ако јас сега ставам плава перика и црвена блуза, не можам да те излажам овде дека јас не сум тој што сум. Богдан Илиевски со својот собствен идентитет и некој дел опозиција. Да ти завршам за конгресот. Да, те молам. Значи, на Курир ми оди во продолжение анализа распадот во загради сум го ставил на СДСМ и кажам дека сум почнал за тоа да пишувам пред многу години. Ова ми е трети, четврти пат што пишувам. А ќе сублимирам. Немат идентитет ради тоа што немат идеологија, социјалдемократијата им е испарена, немат суштина. Причина број 1. Ова го каже и Боби Христов, ако сакате да го тужите со откат, да знаете и Боби Христов го кажа на Телма дека нема идеологијата е изгубена. Види, ја не знам кога кажал, ама јас за ова сум напишал малку порано. Не и си нека е така. Друго, те спасувам сега со друго оружје. Добро, нека ме тужите. Сега, второ, немат легитимитет. Целиот легитимитет помина сега во други политички субјекти, а легитимитет е доверба, поддршка, ама малку и повисока филозофија, сватена Цицереновски, како Аристотел. Тоа е филозофија на доверба со оној кој те бира, оној кој ти дава ти да управуваш државата, те враќа на член 1, 2 или кој беше од уставот. Го немат и трето, ама не најмалку битно, немаат кредибилитет. Немаат конзистентна политика, немаат проекти и немаат влијание. Ја вака ми велат. Сега пак ќе ти дадам личен пример. Абе на стари години што се чачка со социјалните... Заврши ги за една минута, те молам. Готово. Што се чачка со социјалните мрежи кога не ги сакаше до скора? Викам, ти значат ли кликовите? Не ми значат. Ми значи влијанието. Кога видов дека во реалниот живот имам влијание као аналитичар, као новинар, као есеист, ајде реков да создавам нова политичка култура на социјалните мрежи, го направив тоа со Фејсбукот, 5000 максимум си ова, убава култура си правиме без враѓање, викам ајде сега преку подкаст Радар тоа ќе го правам. Овие и осекам имам некое влијание, не големо, за почеток толку, па и толку ги знам социјалните мрежи. Овие немаат никакво влијание. Значи, пази, 126.000 се намалуваат. Ти знаеш дека они имаат 495.000 од времето на Бранко, ти знаеш дека они имаат 300 и кусури, така натаму и така натаму, 126.000. Ова последното ги закотвува, познатата котва на Заев, долу на дното, и овие три работи кои ќе ги решат, ќе имаме добра СДСМ, а ја посакувам да имаме добра.
за да биде коректор на оваа власт, а особено на ВМРО-ДПМН. Согласен. Помина 6 секунди. Да, малку, но ево, јас ќе кажам. Се извинувам. Јас посакувам добро СДСМ, тоа е СДСМ што нема да ја распродава државата, да не речам раскурцува, бидејќи одавамо може да се лутат, кој што нема да го прави тоа на државата и да посакувам навистина со сите други политички тези, идеи и така натака да се натпреваруваат со сите други партии во Македонија. За крај, што имаш тука да ми дадеш можда тема за идната емисија? Ја и ти зборевме на една емисија која донесов тука едни за од 1056 страници пресуда, ама одлучив дека е време да се вратам 5 години наназад, кога во што не е јасно, наот и мислење, Еленко Миланов е адвокатот. Го презентираше? Презентирав, ама не презедува обвинителите ништо. А дадов преку инсайдер во обвинителство, датум на вештачење 2020 година, вешто лице тоа и тоа, сега да не објавувам, и вака сега ќе ти кажам. Ова ти го поклонувам тебе. Добро. Знам колку беше засегнат, знам дека си се уште засегнат, Добро. знам дека сакаш правда, слобода, да го разработиш, да видиш дека ово е наот и мислење вештачење, покажува и докажува дека двојцата сведоци, особено тој едниот, како му беше надимок Нинџа, све лажеле, не кажувале вистина, ама те молам, не треба вештак за тоа. Не, ова е факт, остави ги исказите. И дека движењето не било... Кој искази лажеше за мене човек... Дозволи, дека тие никад не влегле во зградата на ВМРО-ДПМН во штабот и кога имаш експертиза од независни експерти, судиката Кацарска не го зеде во предвид, треба уште утре да биде прогонувана, тоест процесуирана, а невини луѓе стави во затвор со драконска казна за дело што не го сториле. Разработи го, прочите го, 20 кусур страни е, натаму знам дека ќе го употреби. За волја на вистината, тамам, доволно за волја на вистината. Ова е од предметот што го водеше Илија Трпков, но не се сомневам дека и во предметот што го водеше Важи и за овој другиот. Ова е за инспираторите. Ама многу е битен. Не, апсолутно. Ти благодарам, ќе го проучам и... Имам и други работи можам ти да. И ќе направиме ќе направам емисија посебна на оваа тема, а иначе за вештак за дека Нинџа лажел. Надвор од камерите ќе ти кажам кој човек ми го даде. Сотир, не знаеш како е тоа лажење. Не знаеш како е тоа лажење. Као станува, лаже, те гледа и после ти вика брат, извини, на пауза. Што би викам извини? Па не го обвинувам него. Судиката. Па судиката де. Та одбрала да бира делчево ми одговара, делчево не. Мозаик. Има нешто кај судијата кој треба да знае на кој доказ да поклони верба. Меѓу сведок и материјален доказ, а тој материјален доказ ако е вештачење, на вештачење. Многу сакам Републички јавен обвинител што ќе ги истражи сите свињари во судењето за 27 април. Сите свињари, сиот траор што им е направен на луѓето, покојните не може назад да ги вратиме, на живите може им се отчестиме со разоткривање на вистината колку што е возможно повеќе. Се плашам дека еден дел од незе никогаш нема да го дознаеме. Се плашам дека тоа ќе е така. Меѓутоа во судот што се случува? Ти ќе доживееш да дознаеш. Ја не знам дали ќе доживееш. Дај Боже. Ќе се дознае се. Полека се открива. Сотир ти благодарам. Времето ни беше Отидовме тамамски. Ништо се гледаме во следна прилика и фала ти нова динамично брзо летна едно 65-70 минути. Ти сме познати по тоа. Ти го даваш такто, ти си младата енергија која влечи напред. Ти благодарам на честа. Уште еднаш извинувам за она лапсусот. Немој да ми се. Зашто? Па она. Абе тамам работа види. Те молам. Се гледаме во следна прилика. Важи. И ето, поздрави по дома. Исто и ти. Да сте ми живи и здрави. Ви благодарам и што останавте со нас до самиот крај. Знам дека ви беше многу интересна оваа емисија. Утре продолжуваме во ист ритам. Драган Павлович Латас во вечерното шоу. До тога стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, изликувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.